Ме изнервира сега. Пошто одиш на домашен терен на Ландо и сега ти да зборуваш нешто такво контроверзно, што уствари е како навреда кон Стјардиве, да. кон Стјардиве и воено, тоа демек ради тоа тепаше Норис, инаку јас ќе. You've done it. And Box now, Box. We're heading into the wall, but you've got Verstappen going through turn number 1. And it's lights out and away we go. Unbelievable stuff coming out of the final corner. И здраво на сите и добре дојдовте во уште една епизода на Сектор 1 подкаст. Овој пат се слушаме за големата награда на Велика Британија, односно 12-тата трка во шампионатот. И со тоа можеме и може да се каже дека и првиот дел од оваа страшна сезона е готов, иако официјално уште не е готов со тоа летна пауза, пошто иди после Унгарија, ако не се лажам. Тоа е на 3 август, али според бројот на трки, еве сме на пола сезона. Кога еве јас сум пак назад, тука сме тоа трио стандардното што сме секогаш. Давор и Мартин. Браво. Тиго ќе не заборавам. И можеме да започнеме полека со оцена на оваа трка, што првично еве наша оцена, па после и оцена од вас како земница на проценти. Ќе кажеме вашата оцена. Let's go. Јас можам да започнам одма, би започнал Одма со да оцена започнеш. број молам. 7,5. Респект. Не знам зошто, да, убава трка, дошт, се тоа, али некако не ме бенди са тоа што се прекина, нели, трката ради големиот спреј, нели, на од самите болиди. Искрено тоа е проблем што уште не може формула да го реши. Така да, За жал. накратко, не знам што да надополнам, како трка беше да добра, али пак не треба дождо да ни биде некој репер дека тркава беше нешто па пренајуба, освен тој подиум на Хулкенберг, Да. што реално искрено јас Покер. очекував барем по некоја поблиска битка за сите места, а многу имаше голема разлика меѓу Мекларен и Опасна разлика беше. останатите, затоа би дал еве може би 8, ајде ќе ја сменам, али М. измеѓу 7,5 и 8, 8 ајде нека биде. Пак некако очекував уште повеќе за да дам 10, а трката поглавно беше добар. Да. За таа оцена. Супер. Добро. Ја да кажам? Ајде. Јас ќе кажам 7 или 7,5, ама мислам дека 7 е моја оцена на тркава. Реално беше уба, беше интересно, имаше хаос многу, имаше убави резултати, онака изненадување многу. Строл беше на висока позиција, Хулкенберг заврши на висока позиција. Ама мислам дека како трка и тркање онака дури дождов, баш мислам дека не ни понуди нешто многу тркање, нешто многу беа Зачудо. заглавени возачиве и дури кога дозволија ДРС, дури тоаш можеа да претицува. И мислам дека 7 е онака солидна оценка за трка, реално не беше нешто ки изнешо, немаше некои борби како што кажав, така да Да. од мене 7 од 10. Еде јас ќе ве најдам сега тука негде на седи на 7,5. Така А добро, значи согласно сме сите согласно горе долу. тука негде може да заокружиме што се вика околу таа бројка, али имаше не беше нешто, да, баш специјално дождо не помогна толку, очекувавме нешто може и поиќе. Ама имаше и доста убе претицување, па и на дождов може да се Имаше каже, да, така ама тоа е како очекувано, кога има Да, дожд, да, нешто очекуваш да да, има уба да. трка. Како трка на дошт не Не беше, беше, баш да. Да, најдобро. викам, нормално, да. јас На тоа го викам, дожд тоа го викам. Треба Тоа да го да викам. се спектакл. Да. Тоа го викам, Али сепак ете ние мислиме може би така, али нашиве следачи мисла па поиќе нешто од нас и дава оцена 10. Да, 10. 10? Да. 33%, запирка 33 од купните гласови Ово Мекларен фармација. одлучија да биде завршната оценка на трката 10. Да, значи не едно глас имаш. Не за знам, таа. јас не се сложам искрено со кој да гласаш, ова зборувам, значи севкупно. Вие си знаете за која оцена ја гласавте, али севкупно како заедница оцената е 10.
Да. Окей. Па многу безбедностни возила, многу Да. виртуелни Не безбедности. требаше ти, имаше Првите safety 25 car што круга- не треба е реално, можеш уште Не, да се секојаш трка. треба, тие дожд, ти знаеш болиди имаш од страна, ама тоа се тоа инциденти се, знаеш и сите нова или вен или Разберливо, сгрешија, разберливо, нели да. ја Не, завршија баш. трката, така да. Пак, пак се сведува на тој проблем на тој спреј Да. од самите болиди кој ете не прави големи проблеми едноставно нововозачите нема прегледност. Да. Па и Да, се и хаджари со- ради тоа така. се искука, така да. Да, Ај, оф, да, и тоа јас- беше много лошо. Ја гледам тркава, не можам да ги Да, најдам добро, кој знаеш се. ли, да. Стварно е претешко. На камера, Ко со вака, магла да се друга трка. перспектива, Не, баш да, изгледа да. ко за доблаци изгледа вака. Да. гледаш. Да. Heaven sent онака. Кога се пуштени облаците. Проверка на нашите прогнози, кои ете барем викендов мислев дека ќе имам 4 од 4. Колку беше сигурен Адриан. Ама не- баш Убеден- изгледаше по-добро изгледаше, ама. Пак немаме четворка, Немаме. за жал. А ние нашите оцени се следни, мислам нашите поени. Јас имам Ландо, Пол и да Тепа, така да добиам тука 1 поен за Ландо, што Тепаше тркава викендов. Па да. Изненадување си ги типува Вилијамс. Нема дефинитивно тука ниеден поен ако заврши албум во поени. Јас лично кажувам ете како санив дека најувам. И разочарување да не кажувам порано. Кик Саубер. Леле, Тоа е стварно. тоа. Па да. Оу, и ту Вака, група секој пишуваше, му знам. чест. Ей, си лапам поенче за Да, кичи. да, да, колку беше, кога падна и од Q1. 19. Да, да, 19 да, реално. беше. Не е хук, проин насран, сигурно. Реално од 19 до 3 не стварно секој толку му чест. сигурно Кек Ти тоа кажува дека не смеш толку Да, рано да, да се да, радуваш, да, така да. да. Ова не. кажува дека стварно спортот е Спортот е, непредвидлив, да, како и да е. и Никој е, да брат. знаеш најмногу, еве може ние имаме некој така прилично добро знаење, па и ако го немаме, еве небитно. Кој да го има и да го има, никој мислам дека немаше да предвиди Хулкенберг дека А не. баш сигурна опција беше Да. Кик Саубер вака за разочарување ти вика подиум. Подиум извада. Така јас тука добивам Хао. Тука имаш Браво. колку, еден поен? да, 1 поен и со тоа сега имам 10,5 поени. Добро. Давор мислам дека викендов има најмногу од нас 2,5. Уф, Джордж да, Расел пак на беше. пол позиција, Ландо Норис победа 1 поен. Изненадување албум тука му се дава поен пола. Сега ако не ви јасно зошто на Вилијамс не му даваме поен, а на албум му даваме. Вилијамс како тим разочара и него како користи целиот максимум, додека албумот Тошо стартуваше на 13, 5 по, тоест 12, да, стартуваше 13 плюс 5, се качи на 8-то место и од неговата трка направи максимум што можеше. Зато добија тука пола поен, иако можеше да биде појче, зато добија пола не цел. Да, да. И Лиам Лосон е разочарувањето, уште во првиот круг се, ете, може не по негова кривица, али па и лоши квалификации имаше, така да, па главно како викенд, Лосон тука е Плюс и после шестата разочарување. позиција на минатата Да. трка, Да. да, тоа е секако разочарување. Се очекуваше такво. Така да, одиме тука 2,5 поени и Давор иди сега на 17,5 поени, значи сега сум 7 поени од тебе. На полусезон. Мартин има 1,5 поен, мислам, значи Ландо е на пол ништо, победа на Ландо тука поен, Хамилтон му дадовме тука ете пола поен ради целиот викенд на Хамилтон, мислејќи дека иако очекувањата беа подиум, сепак темпото на Ферари, темпото што го покажа, може да се речи дека ете беше изненадувачко на некој начин. Да. Колку за пола поен? Да. И Астон Мартин разочарување ништо. Така да иди Мартин тука е на 10,5 поени, се А, јас и исто Мартин има. сме исто. Ти ли го ја чете стасам. 17,5 и 10,5. 7,5 поени сме зад Давор. Четворка следен викенд, ускоро. 7,5 сме зад Давор, така да ете следната полусезона се надевам дека ќе ги надокнадиме. Треба неколку овие- компирчина собериш за да те Да, стасаме маца. Се А надевам се немам. спа. Да. Се надевам спа. Да. Од Надевам спа. страна на фан прогнозите пак немаме четворка, али имаме поен исто колку Давор, значи тројца. Првичот е ќе ја спомниме Матеја Трајковска, А, ти си еве сте. Мартин. Што те бива, те баше во прогнозиш од мене. Таја ги има Ландо Норис на пол позиција, Ландо Норис победа ништо,
Значи тука од пол позицијата победа на Ландо, Хамилтон исто пола од изненадување, Колапинто разочарување, што е нормално. Не ни почна трката. Ау, си изделат од Колапинто. Тор. Истер. Исто така имаме за 2,5 поени е Сара с 6 и многу долни црти. Не знам како да прочем, небитно. Исто Норис Пол, исто Норис да победи, Норис само победа, Хамилтон исто така пола поен и разочарување Ред Бул, што е многу нормално и јасно. И третиот што има 2,5 поени е Стив Стивовски. Тој Јако именце. одеш исто како Давор Џорџ Расел на пол и Ландо Норис победа, така да само Ландо, Хамилтон, сите мислам Хамилтон го има. Да. Тука пола поен и разочарување Кими Антонели, што искрено Може да се мислам каже, дека да. е така. Ти тука добија 2,5 поени, значи тиете 3 честитки до сите останати кои беа Така, близки аплаузи. со 2 поени, така да Учи од сестрата им. се надеваме на Ќе следниот учам, подкаст. Ќе ве спомниме доколку. Горе долу исти прогнози сме имале. Таа Па Колапинто да. го ставила. Да. Тите брат очекуваа Хамилтон, така, Така, да. се види. Одиме на најлош возач, најдобар возач, најлош тим, најдобар тим спрема нас, а и после тој како глобала сектор 1 што одлучи за нашите фанови наречиме. Да, Како- што е следеч? Јас одмап ќе почнам најдобар возач Хулкенберг, најдобар тим Мекларен. Мислам дека сите и да се согласиме реално со ова. Јас мислам дека нема дебата тешка со Па реално да. искрено. Нема Немаше ништо некој да се друг што опишува, се- еве истото се Како тим сложуваме немаше друг исто. од тим. Мекларен. Скрос онака доминација беше. Астон и- Мартин се во муавет искрено, ако Значи малце. не малце можеш да правилно. му го земиш Не, спотлайт не, на не, Мекларен. спотлайт, дефинитивно. Ја му Пак е давам Мекларен. спотлайт на Астон Да, да, Мартин, не да. му го земам на Мекларен, туку да ги Да. спомниме Астон Мартин, Пак дека еден уба два. стратегија Али па има. никога. Да. Нама не, Никој. тој е возач. Тој е возач, да. Добро, за Кик возач Саубер прави, како да, да. тим, не може За само водач. Хулкенберг да го смета. Да, да, да. Истото го мисля и сектор 1 за заедницата, 66,67% најдобар возач Хулкенберг од вкупните гласови, најдобар тим Мекларен 88,89. Охо. О, Да мислам, Доминантно. немаше ли дебата за ова, да, нема немаше ништо да да зборуваш Немаше буквално. дебата за ова. Ајде да одиме на најлош возач и најлош тим накратко и да преминиме на Ајде. трката веќе конечно. Најлош возач. Има тука Уф, има има, дебата. да, 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 да. Има Искрено. зависи што сметаш, онака, Реално, што ти не е знам. критериумо, тоа е. Ај кажи, многу ме интересира перформанс, зашто тоа има е изгласано следачите. Гласовите Ајде, да. се овде за најлош возач имаме двајца со ист број на гласови. Франко Колапинто и Јуки Цунода. 22. Тоа ти е најсигурно, тој ти е најсигурен глас. Јас сакам да кажам поинако нешто, И само јас да ми нешто текне поинако. некој. Не сакам да го спомнам Франко, пошто не ни ја почна Да. трката, ајде, Лоши да, беше квалификации најлош имаше. возач, мислам, ете, лоши квалификации, сето то. Јас не ја почна тркава, Јуки, ете, да, Јуки може да се каже, ама еве, да одиме некој друг, да одделиме. Ама па нема. Јас имам некој, јас. Имаш, ајде кажи. Јас мислам Леклер дека е најлош возач искрено ги. Па Не ти е лош муавет, озбилно. Не, искрено, ти е го многу заборав. лош старт, многу лош старт, исто така повлечи потек да влези на Да. подруга смеса нормално на гумите. После тоа некој пробуваше и со темпо да најде и никако не можеше ни да се прети со два и притизе дури со Карлос Саинц Да, едно да, да. притицување, Ја така мислам да. дека сите можни грешни одлуки ги направи. Сите што грешни можеше одлуки, да, Леклер. и излезе дури и од стаза бајчка, Така, онака да. скроз ќе помина која Да. беше кривината. Така да, ете, тоа Може може да е, Искрено, да. не му е лош Не. муавет. Тебе не сам мамето. Да, Ако стварно, бирам стварно, реално да. тој би го избрал и јас. Да, Така да. може да се каже. Не можам да Стварно не ми одлучам. текнува имена, онака, Не, ама не можам да еве, Би да, рекол, да еве, се искрено согласил би со го Март. спомнал малку Карлос Саинц. Беше во поени цела трка на крај, Да. Да. не заврши. Не знам, стварно не видов да не му се случи нешто, ама И јас. ете пак цела трка во поени на крајот. Албон заврши 8, тој 12-13. Да. Мислам нека 13 заврши. А, па јас ќе го кажам тоа шаве да не бидам исто Мартин, Џорџ Расел ќе го кажам. Искрено, тој многу и тој одеше на сите Да, ма некои па, ризични Зеде одлуки. поенче на Зеде крај. поена, ама мислам Да, дека ама можеше многу повеќе. Тој сам Џорџ си ја Расел. реши стратегијата Да, тоа на викам, крајот. тој сам одлучи. Сам си Да. реши, ајде да одиме. И тој ги убедуваше два круга. Да. Мерцедес му рекоа, нема ова е самоубиствена одлука, што сакаш да ја направиш и Вика, тие му седми викаат, сме, да. ајде да пробаме, шо. Сепак Не види, убаво е да некој пробуваш, речи убаво е да стати, да. пробуваш, ама еве да не бидам исто Мартин, ќе го кажам Џорџ Расел. Оти имаше викендов убавен баш, еве кој што има спекулации со Верстапен, онака убаво е се докажуваш да изведеш некој убав резултат, да си ги затниш и твојот тима и сите, знаеш, сите новинари и гласини, ама
10 то не е нешто за палење сега. Да. Добар менталитет сепак тоа што Да. проба некој ризик да, Да, да да. направи, ама па Што не се задолува со седма позиција. не или е нешто друго. секој ризик па да треба да го земиш. Да. Она очигледно беше дека немаше потреба за Да. таков ризик. Неколку кругови беше порано. Да, да. Ете, тоа е тоа од цела ова оцени, работи и остало. Преминуваме на трката, значи тим по тим, како што се моментално во шампионатот одиме така тим по тим. Зборуваме за нивната трка, клучни моменти, сето тоа. Започнуваме стандард со Мекларен, мислам дека Како да не почни со нив. мислам дека и до крајов на цела оваа сезона ќе започнуваме со Почнавме и ќе завршиме Мекларен со Да. Мекларен, да. и нема да прекинеме дефинитивно со нив како Така е. први. Најдобри пак, еве, дошт. Да. Не беа на квалификации, може На не добри, не квалификации, извадија да. пол позиција, ама пак беа... Небитно пак то тркачко темпо кај нив е Она е па стварно доминантно. недопирливо, Да. не знам Тоа е како. убаво кај Мекларен што не мора да направи некои жртвување во подесување на болидиве, знаеш, пример Red Bull жртвуваја спори кривини, знаеш, за да биде брзи на правците. Ферари па многу жртвуваја на правците за да биде брзи на спори кривини, а Мекларен на балансирано на сетап и се му е погоден. Брз и доволно и на правци, брз Секоја и на стаза скоро му кривини, одговара, така да, нема некоја... Не ти се троше гумите, така Мекларен, ја мислам дека е стварно совршен болид, онака има доволно добри возачи и тоа е тоа е сезона за нив, така не сме ништо да изгуба, ни шампионатот за возачи, ни конструкторска титула, така да ете на квалификации. Да. На квалификација еве да почнеме прво да не наврегуваме ова трка, така Да, сака сам Еве да сега кажам. читам накратко само дека те имале и нови надградби, така да нов пот имале. Уште И што може да updated надграда Веги реално. нека И престана, ај ти И се. накочниците имале назад мал апдейт, така да ете Там се што носа е убаво, еве функционира, нема не утнато мали до сега со промени биле, надградби, еве да. сега да. читам мали промени биле, али пак ете целта била Нијанси го подобрува секојаш болидот, да. тоа да се продолжи, значи ова знаеш нивната разлика да Да, ја бе, да. голема и ете пак Може да ја е зголемија зголемија, со да. На тркачко темпо, барем се недостижливи реално. А и ете на квалификации, пример, ја очекував цел викенд Норис да биде пред Пиастри искрено и Да, на крајот исто. во Q3 Пиастри изваја стварно прави убав кук извози нели на првиот Да. круг беше многу добар. И после тоа ете Верстапен не беше единствениот што направи грешка и тоа иначе може би Пиастри си останеше на пол позиција со само првиот круг, од сите други нели сгрешија. Така да тука ете Пиастри имаше мала победа над Норис, ама трката ете Али не му може. заврши кој што требаше на Пиастри. А беше подобрија возач и на трката според мен. па Оскар и Пиастри. Да. од Па се вчера до- и да, до тој момент денеска, со- да. Подобар перформанс покажа Норис, иако Норис беше дома. Да, само направи многу клучна и глупа грешка. Се ја до би тој рекол, момент онака, беше да, стварно недобри возачи. знам Сега што на му- трката. А Не и му шо- беше потребно да го прави така, не разбирам што. Сака Пред да тоа- казниш и пред тоа Верстапен. пробуваше да го направи, не знам дали Абе го забележи. пробуваше, Пред ама тоа- друго е кој че има безбедносно возило пред Да, да, тебе. да, Знаеш, да. закачува, Гледам ете за кочува пробува. и се си викав, ау е, потегна Можда Джордж пробува Расел нешто, што сакаше да. да го соврши, Да. ели? А и најако е тоа што проба да ја кажи дека ова не беше фер. Да, дека казна не И беше фер. Цело веќе. време само му беше страв пред навивачиве на Велика Британија. На Норис реално пред, пошто одиш на домашен терен на Ландо и сега ти да зборуваш нешто такво контроверзно, што уствари е како навреда кон Стиардиве, да. кон Стиардиве и воено, тоа демек ради тоа тепаше Норис, инаку јас ќе те А и земев многу трката. мене тоа многу И ми е као чудно рече не што- сакам да зборувам за понатаму. Да, ама мене многу ми е чудно што многу навивачи се согласува со Пиастри, Ние не онака се вика согласуваш. дека демек ова е Да. ропта, онака дека демек Норис не заслужија победи се. Може и на по темпо не заслужија, ама мислам дека грешка на Пиастри беше Грешката скроз си за чиста, казна. да. Оти не можеш ти да споредуваш со Расел инцидентот. И Расел инцидентот уште имаше безбедносно возило пред нив. Така. И тоа Расел може да прави што сака, може и да кочи, нешто нема да не е дозволено и не е препорачано, ама сед не е толку лошо колку ово. Ти овде се тргна безбедносно возило и сега сите тој зад коче. Пиастри чака да тргне тој. И откако ќе тргне тој сите си мислат дека почнува неш рестартов тргнува. И сега Пиастри трга и најнаш закочува, така тоа ми е мене многу чудно, тоа е и опасно, Тоа е пример кој што не опасно, се да, гледаше може да се тресна двајца. Момент да се отпулеше нешто е Верстапен во ретровизор. Да. Краше Да беше тука пратеше што кај сака, да. Норис пример, че беше Че беше дефинитивно многу лошо, инцидент, да. така тоа ми е мене многу чудно. Еве, сега од тоа што можам да прочитам, од возел со 218 километри
Ко И закочил ускорил на успорил нула, до бе. 52 км на сат. Тоа е драматично. Многу Што е многу логично не, дека и- ќе му да казна. Тоа да. ти да. викам, ама и плюс Верстапен сигурно си има речено дека тргна трка, нешто дека почна Да, одново да. и почнуваш да возиш и ти да закочиш да реагираш на друго е тешко. Така да ја мислам дека скроз заслужена казна и Да. си изгуби трката. Има среќа што имаше многу добро темпо Макларен што изгуби само една позиција, само изгуби победата. Доста беше. Гапо Ама- беше биче. Мене многу ми беше 30 секунди чудно, гап. чудно радиото многу ми беше ко препорача на тимов. Дури има разлика со Норис 6 секунди. Ја мислам дека казна не е фер, вратете ми ја позиција, се тркаме. Тоа ми му беше многу бесмислено и глупо. контроверз, да, Не многу разбирам. лош. Да, може да си Лош прифатиш, му да. обет, Много искрено. лош. со Прифати него дека веќе бенди си су- напред глупост и Да. би изгуби Не, трката. да е блиску, ајде да препараш такво нешто, ама буквално го кажува нешто, 6 секунди разлика и прави грешка, по неколку секунди од тоа. Ги промаши скроз тие Ма мегаци. еве, читам, ви кажувам, еве, 218 км на сат Ти возел. викам, значи јасна казна. Закочил одма, значи на кочница најнаш закочил до Опасно, 52 Да. 2 км на сат. Тоа е стриктно заказано, значи. Тоа викам, Норис може не заслужи да Според- победи по темпо и Според правилата овална. не треба да биде така. И затоа доби казна, јас не знам зошто тој се буни. Тоа викам. Затоа, значи, казната е правилна, дури можеби некој сметаше дека и не е доволна 10 секунди. Де- мислам па дека Па ја доволно. мислев дека не е доволно искрено. Ама Ама па Ко би му не знам брат, ти ништо не смени. Некој мислев дека 5 ќе добија, така да јас. Пет беше многу малце, пет Не, немаше малце, ни позиција да 10 изгуби. дава мислам, 5 да, секунди пет на веќе никого. е. Ама периодот. 10 е секако јас мислам што може најдобро што може. Ова е може drive-through penalty, искрено, ако видиш за зависи Па, ја како се мислам дека казва. Веќе шој да му влезеше, сега даја, треба да пак стане. ќе беше втор. Така да Мислиш? беа многу Да, да, напред. Е добро, да, долу, Хулкенберг долу. беше трети, Беа така. стварно многу напред, значи едно никој не ги тасуваше ни малку, не му парира за минаете. Макс можеше малку, ете, со Норис барем се по малци има битки, али ништо, ете. Не е многу лошо Сите темпо. знаеме што Да. се случи со Макс. Али добро може и да се каже дека Ландо полека се гради како карактер од таа трка во Канада. Иако помина само 2 трки, па и таа трка во Канада беше многу добар, одличен, онака, иако Да. се случи тој инцидент мал, ама за Норис голем. Еве веќе ја намали разликата до 8 поени. Да. Така да. На полусезона 14 8 поени, поени. да, е брзо добро, крати. да. Тоа е одлично. Види, ја мислам дека Пиастри има поиќе темпо и е подобриот возач моментално, искрено. Мислам дека и со овој болид Пауло се справува, ама еве Норис му треба вака, како че беше буквално единствениот возач што не направи грешка на тркава. Сите буквално го видовме дека сгреше, ете и Пиастри овој беше огромна грешка со казнава, така да Норис ти да не направиш грешка и да се искористиш на победа, тоа не е среќа, тоа не е незаслужено, едноставно се извози чиста трка. Знаеш, може беше, ете, може не можеше да опретица толку лесно Верстапен, не можеше да се доближи на Пиастри во темпо, ама па си доби според мене заслужена победа, така да, Да. ете прв пат спојува 2 победи со ред во една сезона, така да ова може че му гради само Тоа е повеќе моменти. веќе чим спојуваш 2 победи во низа, значи јас одма го сметам како стварно вистински дека вистински конкурент. Просто Да. значи во смисла конечно докажува зошто е Ландо треба да го има шампионатов, пошто нели од старт на сезона па се некаде до Канада и гледавме дека Оскар е тој подобриот воzač и дека Оскар ја Повеќе има победува. титулата враце. Да. Така. Еве Ландо некако од Канада, па и таа трка дури покажува дека едноставно не е уште крај на оваа битка и дека јас сум се уште тука и дека јас ќе се борам за ова титула до крај, иако можеби овој болид многу на мојот стил не ми одговара, како што тврдеше тој, како што тврди уште мислам. Сепак ете можеби најде нешто во Австрија, мислам, нели, Да. со Дан, ете, Алекс Дан во тој сетап на болидот. Алекс Дан. Нашол Ќе помага. се должи нешто. на Алекс Дан. Може би најдете некој си перформанс плюс и во новиот апгрейд на Макларен што му помага да е посигурен во својот болид, мислам во својот стил ете на возење. И да го прави она што тој сака да го прави, така да. Да. Види, ако ништо друго после овие 2 трки, скоро може да се каже дека ќе добијаме нов шампион.
Така да, еве, Ландо Норис Значи или Оскар секако да, Пиастри да. ќе биде То ќе секако. биде шампион, така да. Кој што Таа е реков, интересно ти двајцата не се веќе шампиони, така двајцата се борат за прва Па и затоа е титула. интересно. И ми е тоа. убаво ти знаеш, не знаеш, ова ти е како сите прилики што ги добиваш за титула, треба да играш како последниот ти се. Знаеш, мора да ја зграбчиш сега или никош е работа. Од видовме например со Ландо, Ландо имаше среќа што сега има пак шанса да се бори. И да изгубиш ти две потенцијални шанси со ред за титула, ќе биде ја мислам многу лошо за него и Тешко, да. општо После тие толку години. да, и општо во 2026 влегува Ландо со Во Оскар болид, како да. шампион, плюс тоа ќе биде малце, мислам, демотивирачки за него или може и мотивирачки, ама мислам дека е Ова е многу пак клучно. Многу Многу е е после убаво. прво, ја би го сватил да е така за Ландо на пример. Сега ако не успем на пример годинава, другата година и пак имам 24 трки. Пак треба да се борам со Оскар Пиастри, А тој е веќе а шампион. тој е веќе шампион. И си викам, all ама over и again се треба пак да оправам нешто. Не ни знаеш дали ќе ја добие шанса. па да, да, ти викам, да, може ќе биде други други промени регулации. Пак Оти овде се сега очигледно најбрзи Мекларен. Значи М, очигледно нема веќе спор. не е ни во дилема, Мекларен, не да, ни беше Мекларен, некош. Мекларен, Оскар нормално, Оскар и Ландо, тие дела до сега до овој момент до оваа трка дела нијанцијата на некои трки, Оскар подобар нормално. Негде па Ландо подобар, си викаш, Да. сега, тоа е интересното во Ја таа битка. секош што мислам пример дека Макс само му смета онака на двајца Да, му и смета, работата да се решава со кој поубаво ќе се справи со него. Да. На оваа трка и како што беше и во Мајами, Оскар многу поубаво се справи со Макс пример. Што дури ја мислам дека беше и како иницијатор на грешката што ја направи после Макс. Например, ти си изреволтиран од ти го прави сет, најнаш тргну, можеби и затоа Макс ја направи грешката, ама не врска. Пиастри за неколку круга го претица Макс, а Ландо не ни го претица до грешката. Така да го претица, ама после во пит стопите му се врати. Сакам да кажам многу потешко му е Норис со Макс отколку на Оскар со Макс. И затоа е многу битно. Ја мислам дека Оскар во тоа подобар, еве и 8 поени разлика, ќе биде интересно до крај да видиме кој ќе освои. како што рековме, на крајот пак за да гледаме добра шампионска битка, треба да имаме дуели помеѓу нив двајца, нешто току што беше во Канада и Австрија до Австрија, еве негде. викендов не дојде до таков дуел, Да, да. поради ете дождот и сите тие работи што се случија во трката, али очекувам на следниве трки барем да гледаме дуели, еве следна трка е нели Спа, Мекларен, Многу убава правци. стаза. Мислам Да дека се многу надеваме агресивен сега ќе дека- биде и Оскар, искрено. Мислам дека се изнервирава и како што кажавме разочарани од одлукава на ФИА, така да мислам дека следува опасна верзија Долго на време Пиастри. нема победено, не знам. Ајде да видиме. Оскар? Од кога нема победено? Од прилика. Па Австрија, 4-5 Ландо, трки. Австрија, ќе Ландо, Ќе видиме. Од... Канада, Џорџ, Да. минатата Монако беше? Оскар Пиастри нема победено од Шпанија, значи тоа се три трки. Три? Па добро. 3-4 не е- трки. Што се јава се 3? Па да, со ова Добро, се не е добро, страшно. не е нешто страшно, Да. ама пак размислувањето е дека Веќе треба да победиш пак. да. Значи, Пошто треба да Норис победиш. зема две трки тука Да, со да, ред. да. И време е Пиастри да врати судар, еве годинава како се со победи да пресметаме. Ох, Значи Така да. 4 има овој, Макс Ландо? Верстапен има две. Макс има 2, Расел Расел една 1, и 3. другиве се измеѓу нив двајца. Значи 3, 4 со 5 данес. 4 со 5. Да. и во 4 квалификации вајде има се Ландо, 4 пет Норис, Оскар 5. Да. На квалификации квалификации се се 7 7-8. 7-5 се. Неате накратко. На ете Оскар, да. ги- Така да време еве Ландо. Па и Ландо ќе има мотив да го врати шампионатот на 1 поен или да го превземи шампионатот да биде прв и да биде исто со Пиастри во победи 5-5. А Пиастри ќе има мотив да му врати на Норис и да ја зголеми таа Тоа викам, разлика. ја мислам дека како што тера сезонава и како што станува битка веќе дефинитивно меѓу нив двајца онака, ќе стани се пожестока и мислам дека ќе следува поиќе како што кажа битки меѓу нив двајцата. Како Конкурс, што имаме доста интересни трки до крајот на сезоната. Да, убави патеки следува. Многу патеки така, имаме да. до крај. Пак ја се сведува на нив да и не верувам никој да ги турни, ако не сакам да ги отпишам, да го отпишам Макс, ама како тера еве полека Red Bull нема Тешко станува да не го отпишеш. да му дај тоа што треба за Макс Да. да го постигне тој резултат што реално знаеме сите дека може. Така. Мислам дека за Мекларен од прилика тоа е тоа. Па да. Да преминеме и на Ферари. Еве одма ќе почнем со прашањето од Мара 2205. Мораше дали се. Прашањето е кон Мартин, значи мора да се почне со ова дефинитивно. Како се
осеќаш за подиумот на Нико Хулкенберг како фан на Луис Хамилтон? Ова мора ти да го почнеш мабетов, пошто е тимо, значи Ферари реално викендов се вадеше на Хамилтон, барем тркава, не викендов, ама Тоа тркава. беше сигурно дека на Хамилтон ќе типуваме сите, така да човек што 9 пати оде издоминирал претходно, така да ме изнервира сега. Али, добро, ајде можам да сватам, не сум до толку изнервиран дека никој, човек од 15 години пробува да го постигне ова нешто Да. 293 пат, ево му е сега атемпт, може да се рече што 239. 239, извините, да. Да. Така да, ајде браво за Нико, ете Кик Саубер завршува на подиум, тоа нашиот муабет Кафе Саубер не е поиќе никако релевантен Не. на нашиот Една подкаст. грешка ете и ние огромна грешка Огромна да направиме грешка. дефинитивно. Ние се шалиме Сум јас. и на крајот ете ни се враќа нас. Не, види, ја мислам дека ако никој онака Некој како што требаше, будитело да, кој да. да победи, еве пример Хамилтон во твојот случај, барем никој нека биде. Барем Знаеш, некој, онака да. тој е единствениот возач што не можеш да се лутиш дека е на подиум. Прв подиум му е да. долга кариера, има човек кој нема подиума, има прилики. Има И прилики. тоа е многу убаво, онака, многу е wholesome момент. Да, И легендарен момент реално да искусиш трката Нико Хулкенберг подиум ќе освои. Сите мислев дека ќе заврши без подиум Овде кариерата да, на искрено, да. иако зборува дека сега само Ферари може да му зафркни на Луис, да не биде на подиум, искрено овде мислам дека Луис сам си се зафркна што не е на подиум. Ова е Колку пат и од тоа да друга звучи- страна да не да. е крив, да не се криви Ферари. Колку Да, и тоа да звучи строго, мислам дека треба да сме строги за Луис Хамилтон Ама па и за Леклер. за Како- Ајде сега фокусирај се Значи, на само Хамилтон. се на возачите Хамилтон, да. зборувам дека како Ферари, како тим овде беа, да речам, криви возачите за Да. овој перформанс. Пошто Ферари Ферари, ги послушаш. пошто болидот на Ферари беше Ја мислам дека Фантастично. Ферари овој викенд беа убедливо втор најбрз тим. Кога Да. ќе гледаш темпо на суви услови, пример на дожд е сето пашивозок, не знаеш кој е најбрз, може и некој болид. Ја мислам дека Ферари пример многу се мача со темпо на дожд. И во Австралија беа многу лоши. Овде не беше речиш толку лошо, случајот, ама ако од ко преврна почна Хамилтон да ги напаѓа, да ги стасува сите, неш малце од ко се намали дождот. Така измеѓу суво водено, Да, може да се рече. Да. Добро, сега Леклер сам си се отфрли од трка уште од Да, стартот, Леклер буквално со таа беше- грешна одлука, Може така да се рече NPC на трка. Тоа ти само останува Хамилтон да гледаме, да споредуваме. Тој не е Баш, мерило баш. за Ферари и мислам дека и тој ќе му биде криво што не освои првиот подиум со Ферари дома кај него, а мислам дека дефинитивно можеш. Сам кажа, на квалификација имав темпо да бидам на првиот стартен ред или Да. барем минимум втори. Тој беше петти, така да тоа е мислам разочарување, плюс на сите тренинзи беше многу брз, така да Јате нели имаше интересно објавено дека до пред последната кривина втор бил Леклер најбрз, четврт Хамилтон бил. Трети си беше Пиастри па Верстапен, така да двајцата промашија. грешка мала Да, и и Да. двајцата нервозни беа на после. последната кривина Да, пред да сврти малку Да. му забега. Двајцата нервозни беа. Па Леклер, Хамилтон ја брцна поназад гумата Ја во брцнал, тревата. Да, во Тоа тревата. беше. Ама А е и мислам дека и последниот завој баш онака му зализга. Па многу има сите се мачеа со Се мачеа. тој последниот завој. нешто што може да се каже еве из тела исто изјави дека викендов као Ферари биле најдобриот тим и очекувале Ферари да парира многу на Мекларен. Тоа да. Според тој новиот пот Ферари, значи да има еден нов пот овој викенд и исто така Стела изјави дека може да му прави проблем во следните трки до крајот на цела Ќе сезона. видиме. Ја мислам Изгледа дека така, оваа јас трка мислам да дека да. беше да немаше дожд, ја мислам дека Ферари дефинитивно ќе се бараја минимум за подиум. Двајцата возачи. Да, да. Мислам дека ќе беше борба Мекларен против Ферари, ама пак мислам дека Мекларен ќе има таа предност. Мислам дека ќе Да. беше 3-4 Не, на резултат Мекларен не му менува за ни дали Ферари. суво, дали Да. влажно, дали не му менува ти на секоја смеса се, буквално се. На се функционира. Ништо не му смета. Да, ма еве као Стела пак се плаши. Кажува дека Ферари ќе му биде конкуренти до крај, дека не Макс. Ајде ќе видиме. Може? Мислам дека он нив се очекува како нели и ние, мислам дека зборувавме само Ферари има двајца возачи стабилни, да зборувам што може да му парира Мекларен. Еба Така, тоа е така, сега така. баш интересното што нови викенд и возачите сами си Возачи, зафркне, да. тоа беше затоа тоа ме зачуди мене природи на квалификациите малку да речеме се реши работава со оглед на тоа што имаше дожд на тркава и тешко е да надоместиш кога ќе има Нормално. дожд.
Ама ете, како што кажавме, ја мислам дека има темпо Ферари за да биде можеби на пол позиција, ако ништо е прв стартен ред, ама Барем подиум Хамилтон требаше да Требаше, изведе, требаше. да, а и Леклер да има добар, Јас како не. барем да беа трети, четврти кој што беа во Австрија. Пошто Може, да. функционираше Тоа викам, болидо, ние така мислам дека стварно Да. болидо полека почнува да функционира и стварно полека можеби Стела има право за тоа дека Ферари може да му парира. Се не знам како е на трка, ете пак тркава, немаше нормални услови за да се Да. види. спаче останува Пошто да ете видиме. во нормални услови можеби ќе беа брзи Ферари, Да. никој не може тоа да предвиди. Мислам да го знај сега Да. да постои оваа трка, али да. Викендов барем Ферари на подиум требаше да биде, ако не Леклер Хамилтон, што самите го зафркне нешто. Ама колку ужасна трка имаше Леклер. Добро, На- тој уште не знам јас што старто размислуваше влезе в зашто. бокс, така Да, да, тој и Расел да го е во од бокс. питлейн си стартува. Да. Ја да. не знам, може сакаше од негова страна да ги претрака да види дали темпото уште од почетокот да може да парира некако да трни неколку места, да види Да. како во случај како Нико Хулкопер што направи. Покасно. Ама тие влегува покасно. Тие Тие влегува И покасно, Строл да влезе викам, тие покасно. сака може обратно да размислат. А ти да кажуваш за многу направат, подоцна, да, ти да, овој за кажуваш подоцна, да, за стартот ме збуни затоа. Не мислев. дека Леклер уште на стартот не влегува. Јас Да. мислев дека ќе добиваме сценарио ко во Унгарија Унгарија, и ја 2021. така мислев. Ја мислев дека Очекувам. Леклер и Расел сега дека го направија правилниот потек, ама очигледно ете Не не беше очекував така. јас и појчето да влезе, не само ти. Да, Пошто- да. Ама се види дека трет сектор беше за Трет за- сектор беше беше. скроз. страшно многу беше влажно, значи не знам. Океј, пак тоа е ете некој ризик што треба да се земи ако Да. не се исплати. Ама и многу па грешки од страна на Леклер малку што ми беше чудно, Леклер обично беше не е стварно возач што ужасен. па добро се некош прави грешки, ама ова беше многу ко за Ма водна така трка ужасен, беше. да, иначе лош викендов, стварно. па како квалификација, ајде. И тоа беше премногу Многу, разочарано, многу, онака, многу беше разочаран, баш. си буквално си пцуеше сам Пцуеше наративото, многу, си да. кажуваше дека во благо речено слаб возач, ама со многу па-лош збор, така да. Некако периодов само ја грешава, не знам на Да. квалификација. А и кажува дека нешто се случува само на квалификација што морам да средам, и тоа ми беше јака страна, сега ни тоа го немам. Тоа само си го кажа Леклер после квалификације, така да вика знаеме што е сите со тимов, ама не смем да кажам. Така да останува Значи, да видиме Ферари како ќе само каже. треба да се Леклер тоа го кажа. подобри, Не оди да, тоа. не знам, да склопа целосно добар викенд, Да. ако една грешка нив ги чини цел викенд зафракнат. Да. Да. А Исто пак беа Мекларен добри. една грешка да направи одма се, не знам, пак се брзи, Да, едноставно. нема гајде. Има темпо да надоместа. Казни си добива и си пак 1-2. да. Добро, не знам. битно Ферари се втори во шампионатот и се Исто како први отцепија, да речам, од Ти Мерцедес. друга лига е Да. Мекларен. И се отцепија доволно добро од Мерцедес. Сете со завршетокот на Хамилтон во добри поени. Така да може да преминеме и на Мерцедес. Мерцедес останува трети, мислам дека разочарување огромно викендов. Како за Да, дома ја нешто. очекував многу да покажа темпо појче. Мерцедес го ставив и Расел на пол позиција, мислев дека ландни услови ќе му одговара многу појче, ама не знам што се случи. На Ете, тренизите те покажа нешто. беа арни, ама пак не беа толку што мислев Да, на да, да. квалификација веќе беа скрос, онака, не знам. Ете, Расел извади убав круг, ама тоа беше од сите други направија грешка. Расел беше единствениот со Макс што не направија грешка и тоа беше максимум од Мерцедес и од Red Bull, тоа беше максимумно. Така да ете, идните тимски колеги може не се. Ликт. Ајде тука да се зборува сега. Да. Оти појче Мерцедес направија гласин пред викендов да почне од колку сега, Да, од да. после сега ќе видиме. Буквално Мерцедес викендов само треба да се зборува за Макс, дали чуди таму Да. или не. Да. Нема некој си... Па ете пак Едноставно проблеми, разучувачки ја уште викенд. да спомним за Кими Антонели дека имаше, ете не беше тој крив, го чукнали он назад Хаджар. Не Така, знам, мислам дека ради да. тоа беше што не што ја заврши трката, Да, ама така? пак, ете, мислам дека скоро сите дебитанти, отпаднал Па со да. Берман остана. Да, Берман остана. Берман држи се. Разочарување пак за дебитантите. Да, да, да. Па таква трка беше тешка, ова. Само Берман успеа да се пропти, ја не знам како, едноставно цело време и тој се чукаше, чукаше. Да, да, да. И од на крај, За малце опоени. Браво. буквално се бореше Да. со Расел, нели, за да заврши Да. во пените. Али, ете, А за Макс во Мерцедес што прави? тоа е дебат. Макс, Тоа е, еве го што да. правиме? Тука имам и Ајде прашање, поставај прашања, го. ама не... Не е конкретно за Еве, ќе го поставам на два дела. Окей. Теодор 7 поставува прашање дали Макс ќе оди во Мерцедес, ете. Еве да ја почнеме таа тема, мислам дека јас искрено мислам дека ќе оди. И Мислиш да. дека ќе оди во И година? да, и да.
Види, ја мислам дека самиот факт што човеков не негира ништо на интервју, значи вика Да, на неќам интервју да сега, зборувам да. за тоа, ама не негира. Знаеш, да ако нема вистинич во тоа, ќе видиш I don't wanna talk што about that. кажуваате, знаеш, не тресете глупости, јас сум во Red Bull. Тој вика, неќам да зборувам за иднината, А чим не ќе зборува? да. Не, останува да значи видиме. јас од предчувство мислам дека ќе оди. Не, Не гледаш ете, факти? И тоа е добар факт што го спомнали. Јас од предчувство мислам дека Верстапен ќе оди во Мерцедес. Лично ради тоа што Давор не иđe изгледа. најдобриот возач Не. треба да вози во најдобриот болид, Правиме му. а Мерцедес се шпекулира дека се најдобар Да. болид. Тоа е повеќе за се правиме од страна Океј, за Мерцедес океј, му добро, дали добро. пример. Оти мене ме интересира кој Зборуваме би за Верстапен, Верстапен. не за Да. Давор дали така. оти Добро. последните шпекулации што излегоја беа нели цело време имаше мобети дека Макс ќе го замени Расел. А последните мобети што излегоа беа дека Макс ќе го замени па Антонели и дека ќе му даде на Антонели седиште во Алпин, како сега нив. Јас мислам тоа Бор тоа е тим, тоа е пред баш тим, само да речеме после нешто. Кими ќе биде Види, пак може ти да си го врата после. Оти тој оди во тим со мотор на Мерцедес што ќе биде од 2026. знам, Знаеш, Дали факт, Бриаторе ќе се реши да ни имаме втор тим во цел Бриатор има амбиции големи, нели? Да. Ние ќе спориме за шампионат, Гасли. Добро, ама Не имаш знам дали мотор, тие ама имаш сака, мотор на Мерцедес, Ама немаш нема твој врска, мотор тако пример. има за да, да, ама- си договор ти е таму да оди тој таму. Не знам како му е подпишан тој договор, ама Види, ти кажувам дека тоа е муабет само, не знам. спрема јас- мене Бриаторе не би го дозволил тоа, иако е муабет да не би пуштил така, али А еве сепак кој би го заменил ти да си Тото Волф? јас никој. Лично јас никој не би го Јас заменил. никој. Да. Абе, Да еве сум да Тото кажам, Волф, ја би го заменил Макс Кими. Верстапен да Сум земе. Тото Ја Волф Кими би го кажав, заменил. проект искрено. ми е Антонели, Расел ми е дамнешен проект граден, Кими си го градам, Red Bull истото го правеше со Макс, си го градеше во послаб тим си го зеде, зошто јас да не го направам истото и да си имам стабилен возач кој здравје Боже во иднина ќе стаса на то ниво на Макс Верстапен. Или па кога Ама- можеш да го добиеш тој состав Џорџ Расел и Макс Верстапен? Ама дали Тото Волф ги сака истите во болки како во 2016 со Нико Росберг и Луис Хамилтон? Па тој кажа дека чим ги издржав тоа се ќе издржам. Да. Да, тоа Сакам е да го кажам. јасно. Така да, ја мислам Тоа нема дека никој што се случи, ама еве јас Ја мислам дека гледај 2026 да дојде, еве да се вистина мобети дека Мерцедес се најбрз тим да речеме, што не е уште не можеш да знаеш. И сега ти да ги имаш Џорџ Расел и Кими Антонели, ќе биде и многу бедливо Џорџ побрз. Ја мислам дека Антонели не е Да. веќе уште комплетиран Нормално. возач, има многу талент, има потенцијал, нормално. ама нема биде. Еве Многу сега така време си ја јас правиш мислам полесна дека да ќе биде. работава. Ќе биде нешто ако знаеш Џорџ Расел ќе си освои лесна титула, да речеме лесна. И ако имаш Макс Верстапен, имаш многу голема борба меѓу Расел и Макс. Имаш Имаш, Макс во нов тим што не. влегува, сигурно нема одма да се адаптира, ги имаш Расел веќе 4 Ама години не. во тимот ќе биде. 5 може би. А е па друга Моја- опција. Џорџ Расел на пример во Red Bull, а Макс да остани со Тоа е многу, Кими. тоа е мислам најлошата опција што може да исполни за Расел без зеванци. Ја мислам дека порано ти Red во Астон Bull во нема Астон Мартин потенцијал да за замиш. Red Bull повеќе. нема никако она кад го гледаш ова што се случува со Макс. Јаве да речеме дека Макс е максимум што може Red Bull да го направи и гледаш дека Мгм. не е блиску до титула, значи нешто така ја не би се надевал Добро, многу да ти- сум Расел. Ти кажувам јас possible Абе, swaps. да. Плюс нормално. Red Bull преминува со Ford од Да, да. електрична страна со мотор пак Red Bull Powertrains, Да. Демек нивни нивната мотор. фабрика го прават моторо, а то се докажа на некој начин лошо 2022 ако пробаја да прават сами мотори Австрија и Австралија и Бахрейн или одма првите две трки, после тоа нели се вратија Honda како припомош, не знам, нели така беше. Така да види, јас лично сум Верстапен би пошол во Мерцедес. Да. Да. Веќе еве Тото го бара. Ама ја да сум Тото Волф не би одел на Верстапен, би го задржал овој возачки состав од причина што сега веќе кога го земам Антонели, да го мислам дека треба да го градам Антонели како возач, а во Расел гледам потенцијален конкурент за шампионат, што може да биде шампион, значи да ги тепа Норис, Пиастри, Макс, Леклер, Хамилтон и сите. Види, овие ако Тото ја донеси таа одлука дека Макс ќе го земи во Мерцедес, значи очигледно не верува толку многу во нив двајца колку што верува Да. во Тоа да. потенцијалното нешто што може да направи Макс. Така е. Тоа викам, оти кој ќе ти е достапен најдобриот возач да речеме моментално, сакаш да, да го земиш. така е. Ама па Нема проблемот му е на Тото Волф што баш ја мислам дека тој возачки состав е еден од најтешките за да ги замениш моментално. Тој и Мекларен ја И би тежко рекол ќе дека биде тие за се одржување, онака- но Не, Па да. штета е тоа што ето ја сега во
по правило се тој ако сака да прави Dream Team, да, Расел и И Верстапен. Верстапен се Dream Team. Ама каде Антонели во приказнава ако ти си го градиш како проект и сега шо, му даде шанса, ајде сега. Ја искрено стварно мислам дека како тото Да е муабетов аспект, во- онака дека не е лош муабет за Антонели во Алпини, пример тој таму се гради Да. како Авие возач може, да. и нешто ако се случи со Макс и Расел, ако гледаш дека не може и вака работа да биде, не се тие двајцата заедно, си го враќаш Антонели, полошиот возач го Пак ти бркаш во викам, тука Мерцедес. е и еве Алпин да го вклучиме во игра. Ако Алпин го Ако се согласа да ако се речеме Алпин. согласи на такво во нешто, супер. Тогаш ајде, иди Верстапен, ама проблемот е пак Алпин има има амбиција да се бори за шампионат. А и добар пар би биле Гасли и Антонели, вака. Ма би не гледаш, ви Многу добро Алпин парче има за потенцијал, мислам амбиција да се бори за шампионат. Дали тие би оделе, би го остале, би го зеле Антонели, мислам се нема друг возач реално ако гледаме Никола Антонели барем Пинто. ти е докажа дека Никола може да Пинто се вози. Да. докажа, ни Духан се докажа. Мислам на крајот Духан поубаво се докажа од Кола Пинто, искрено е. Така, Ја така. како фан на Кола Пинто ме разочарува. Многу ме разочарува, али тоа е еве друга приказна е. Ако се согласи Алпин на таков чекор, да. Али ако сумаве, ако влие од мене, ја би го терал истиот состав и не би Да, да. одел на Макс. Тоа е најлесна одлука, тото што може да направи. Си верувам во моје возачи, да видам 2026 како ќе биде, па ако Макс ме му, да. бендисува во 2027 ќе го земам Макс. Или 28. Или Веќе 28. крајно, пошто Да, имаш дотораш. потенцијал. Али пак по правило треба да е најдобриот возач во најдобриот тим. За мене Макс е најдобриот возач моментално на Гридо и Мерцедес ако е според спекулациите најдобриот тим од 2006-та, логично е дека треба да биде најдобриот возач во најдобриот тим. И логично е дека треба да има конкурент како Расел, некој што го провоцира само тој. Значи ни Норис го провоцира, Норис кажува нешто нема врска. Пиастри не се замара толку многу со Макс. А Ај Расел, Пиастри може, верувај, и Пиастри може. да, може. После векендов Да. гледам дека и тој избарува. А Расел има баш онака Да. директен дуел со Така е, Макс. така е. Ете некои нерасчистени сметки можеби што неплатени ќе си сметки, ги да, реша ако дојди Верстапен во Мерцедес. Али ете, таа е некоја Тото се кажа дека ќе се знае до крајот на летната пауза. А и треба да се но- знае Тоа е за за да многу брзо може издава, да ако се што До се крајот гледа. на летово значи ќе се знае. за да може и Red Bull ако го изгуба Да. Макс да се фокусира, ако никого не го изгуби, тогаш си тераме по старото и Да. тоа е тоа. Тоа е тоа. Добро, тоа е тоа за дебатава за Макс во Мерцедес. Накратко може викендов уште малку да го попоминиме, мислам. Се очекуваше поиќе, да. Искрено, Како некој дома што се вика. и Расел дома и на 10-то место да завршиш, тој проба да оди некои ризици што не му се исплатија. Обично Расел знае да надонеси паметна одлука, знаме онака дека секој тој кој ќе каже некоја алтернативна стратегија и ако не го послуша Мерцедес испаѓа правилната, пример во Бразил ако такнува лани, Да. Расел сакаше да остани на патеката, тие му рекоа да влези во бокс и така изгуби првата позиција од Макс. Така да мислам дека еве сега не се исплати, ама ништо сигурно на Расел не му менува дали ќе заврши 7 или 10 Да, и така да. Да, чим тој се реша таков ризик, очигледно не му е во мисла шампионатот. Па да. Може И него му е може битно и да победа. го отпишиме целосно од борба за титула, па и ете тука и секако. тука и Макс да, веќе, да. ако го отпишеш Расел, мора и Макс да го отпишеш, пошто се најблиску. Ти викам тимските колеги заедно да ги испраќај. Нека спрема нешто Нека со се Мерцедес за да се бора со Something's gonna Макларен. cook. Па Реално. Мене Ете- интересно ми е зошто пример Мерцедес се смета толку сигурно како дека ќе биде најаки, ко пример и Макларен ќе има Мерцедес мотор, Па а таа, има подобро шаси од Мерцедес. Никој не може пример. да каже, еве Тото Волф Не може да знаеш. разбирам онака. Не може да Тото знаеш Волф- што може да носи. објави видео као патот до 2006 само не ми е Да. гледано. Мене ја го Значи, изгледав, чим да, тоа е нешто интересно. така се Еве кажи објавува. како те бенди се. Па кажува повеќе се фокусира, почнува да зборува за регулација во 2006 и после кажува за нивни успех, знаеш што ги имале во хибрид арава како се спремиле за тоа и на крајот завршува со како ќе се спремаме за 2026. Ова јас многу имаш зафрканци за тоа демек ова е ко PowerPoint презентација на Макс што му ја испратиле за Во видео да само. дојди. Па реално еве ако ќе видиш и Вилијамс такви видеа прави па Џабе, а? Албон и Сайнс ги има. Добро, за петтата позиција таква е. Добро, да. Бепете, дури сме кај шансите за шампионат и се тоа. Преминуваме на Red Bull како четврт тим и
го дополнам прашањето од Ц. Теодор 7, дали после тркава на максимум му пропаднаа шансите за шампионат? Дефинитивно. Ја мислам Лично дека да. и после Австрија беа Ма па 97% отпаднати, сега се 99,8 отпаднати, така да ја како фан на Макс Верстапен стварно не можам. Знам дека како че не е задоволен со болидо, не може тоа е. Сега може изваде арен резултат затоа со викам, оглед јас на сега тоа за што тоа се ќе коментирам. изврти. Знаеш, петти резултат е, петта позиција е јарно, ама пример Макларен ти 7-2. Да. Ти треба да надокнадуваш Бајче позиции поени си. пред нив да си, знаеш, а не да си надокнадуваш позиции со Саинц, со не знам Алонсо, Расел, Да, тие. да, дефинитивно. Ти Али треба да па се бориш некојаш со нив. Пол си вади вака. Не, види, чизва и Пол, ама пример тоа е максимум Red Bull што може сега да направи. Ова е прва сезона кај што Макс, обично Макс нели ако и текнува секој вади повеќе победи од пол позиции. Јас сега мислам дека ќе биде сезона повеќе пол позиции че има од победи, од едноставно тркачкото темпо му е За ужасно прогнози на ми се Red интереса Bull, Макс. а му е предобро на Ова- Маклар. Ова спрема мене е и најлошата сезона на Red Bull од 2010-та па наваќе. До 2009-та, тој стај да Че ја речем. кажеш и по-лошо од 15-та? Да. Па реално може да се Пошто каже. тогаш и двата возачи барем имаа некој перформанс ист, Да, а овде само еден ги го вади Вади максимум. максимално. дури појче од тоа кај што треба, пошто гледаме дека Јуки не ни може до поени да дојде. Значи Red Bull без Макс не може поени да освои. Без Макс Видовме и бида минатата трка. последни во шампионатот за конструктори. Да. Што Тоа добро му јасно кажу. ти И пол докажува позиција дека е Макс ти најлоша вади. сезона. Пошто само Верстапен ги вади. И очигледно само Верстапен го сака тој болид е така за да има повеќе слобода, а Јуки не може да се навикне на таков болид. Гледно Јуки нешто- фриленсер. Нешто не чини во тој болид, чим Енниов може, другиов не може. Сам Енниов може, други ве не може. Да. Оти ни еве кој да влезе во А тој многу болид. други имало што не може. Стварно ме интересира ти ако замени во Мерцедес баш ќе добијаме Ете, одговор тука дали имаме е и- толку Макс добар нешто сите изгледа слаби покрај него Да. или па може Болидов е стварно подесен него за да му одговара само. Ама па еве не ни му одговара. Тоа ми е мене работа. Нешто не ни му одговара на Макс. Ете и тука пропуштивме едно така прашање од Димо 501, дали вреди Верстапен да оди во Мерцедес после ваков перформанс на после овој перформанс на Red Ако Bull. е тој за да направи некоја нова приказна идеја која е за такво некој, ја мислам зошто да не, мора да те видиме некако да се Ја докаже мислам нешто дека искрено. вреди скрос. Еве ти кажа на претходниот подкаст сакаш да го видиш во Сакам како не сакам да го видам, Ти- сакам, не сакам во Red Bull само да го гледам, не ми е интересен повеќе. за Може да се таа да рече го за тоа, имате али- тој најдобар на сите времења статус, GOAT статус. Би вредело да појди во тим како Мерцедес, докажан тим дали и таму може да го прави истото што го прави во Red Bull. Да. Па веќе тогаш и да кажеме дека е и најдобриот возач. на Мене сите најидеално времења, што според мене може би веќе На сите времена не е. Мене Дали најидеално измеѓу брат ми тие, да. е ситуација пример како Макс Верстапен фан без зајманција ми е да Red Bull да се ги среда само работи, да си осреда болидо и да стане Макс таму. тоа е Искрено, најдобро. ја пример не сметам дека треба Макс да замени во друг тим за да докаже дека е еден од најдобрите Не, или тоа за да биде секако се еве кажа. за да биде прогласен како најдобар, нема врска, ти можеш да ги направиш Red Bull како толку голем тим што ти дава и тие статус за тоа. А и Red Bull не се некој нов тим, онака веќе се 20 години во спортов, веќе се во топ 5 најуспешни тимови во историјата, така да ја мислам дека не ти треба единствено јас дури ги гледам ни Мерцедес туку Ферари пример да замени и да освоиш за нив, е тогаш да. Тогаш стварно си така како циментиран најдобар на сите времена. Сега кој што е со Ферари работа. Замисли петти тим, четврт неуспешен се Вилијамс. Тоа ти Уши веќе се таму. во топ 5. Е таму да замени. Адриан, например, би бил охо. Немаме нема болит Вилијамс. за- Тоа не може да му Да. најде место во Мерцедес, му Да, најдува да, во да, Вилијамс. да. Го прави. Ќе во возиш Мерцедес мотор. Се Зашто да надеваме не? дека мислам дај Боже да дојде Верстапен во Вилијамс некој. Еми ја се Карлос И Сајнц го зеровте и така да. заедно да се радуваме на да. За титули на Вилијамс ќе победи најдам јас. реално. Карлос Сајнц не мислевте дека ќе Сакала. го земите така да се е можно реално некош. Не може да знаеш полека се одиме нагоре, али јате Окей. пак Јуки лош резултат. Повторно, не знам. Ми е криво што си ја запркна кариерата на почеток на сезона беше многу гласен. Јас сум спремен за Red Bull. Јапонија. Знам А и дека едва можам- чекаше да вози за Red Bull. Едва чекам. Да. Јас сум спремен, мене ми е овој болид одличен. Јас Ми на одговара, Ми бе. ја одговара, на ауф. тестирањата пред сезонските, сам постсезонските од, Сезонските. од претходната Да. сезона ми одеше. Шо е проблемов?
Тоа е, еве, тоа беше интересно, ти баш помина таа трка во Австрија беше 0 ептенота е па онака после трка го гледам, вика не знам што правам погрешно, онака неш ми одговара, значи треба да ми одговара на мојов стилот, имал демек сличен стил на возење со Макс, ама темпо го нема, неш цело време редовно е над пола секунда поспор по круг, редовно онака. Да се немам видео, Не Арвид може, Лимплат не. беше помплиску на Да, првиот да, тренинг од да, него. Да, баш. За една десетинка беше поблиску Не на Макс. знам, ама како води понатаму се појчето се докажува тоа дека Red Bull нема некоја си надеж освен Макс Верстапен и сече напра само за да го задржа. Јас искам лично нормално Макс во Red Bull му е комфорт зона. Да. Здравје Боже Себастијан да дојде на местото од Хелмут Марко, Фетел, јас ќе навивам и за Red Bull нормално, мислам, цел живот навивав за Да. Сеп Фетел, тоа не почнав да гледам трки. И затоа ти викам, тој ќе биде преак онака бондинг измеѓу Да. Хорнер, Фетел и Макс, ама пак мора да има и втор возач во целата Тоа приказна. викам, не може и За, вака. за да се функционира како тим. А пак нешто што во Red Bull никош не функционирало. Ја мислам дека еве пример ако новиве регулации не го направат тоа пример некако да му направи и на вториот возач да му одговара, може би најдобро решение е да го пуштиш Макс Верстапен да си замени и да се фокусираш одново тимов да го изградиш да одговара за два болиди. Јате со помош на Фетел Мора се пример ако ресетира, Хорнер- дојде. мора се ресетира. Мора да се ресетира. Она не со Верстапен онака го продолжиш ништо само вакаш. Ама не дека е до Верстапен проблема, значи Не е до да Верстапен оти проблема, ама- многу Red Bull за фркна Може, работа. може и до Верстапен е проблем, од кај не гледаш само за него е се што е правен до Нема сега, така да. врска. Не, нема тој- врска, тој- тој сака да биде добар болидов, само тие зафркна уште од 2023 со една надграда што ја донесе во Шпанија, нели Перес кажа за ова дека Да. таа му одговарало ептен на Макс Верстапен и демек оти тој продолжувал да победува, си терале да, во да, тој е, правец. да, А да. Перес од таа трка почна да се мачи многу. Да, И тука- Перес беше и одличен. Продолжија после со во тој правец Red Bull ја тука зафркна. На пример и Верстапен му рекол на крајот сезона да смена тоа, него смениле и 2024 нели падна од нигде никаде. Сега да не правиме муа. А и Хорнерет е сиако сигурен е дека те Верстапен сакал да ја заврши кариерата во Red Bull кој што изјави. Кажува дека и ако самини Верстапен кој би сакал да го замени, кажа за Оскар Пиастри. Да, за тоа е. А и Тоа Хорнер е го така, сака работа. многу Оскар Пиастри Очигледно. ушти во драйв. Марк Да. Вебер. Survive имаш изјавено, Да. ама дали Вебер ќе Марк го Вебер. допушти после? Не знам дали така Ама нешто и би дали дозволил. Пиастри би сакал да замени во Red Bull, Не, искрено. сам никој не би сакал сега во Red Bull. Освен Ептен ако се влоши ситуацијава со Мекларен, Не нешто се верувам. случи до Не. крајот на сезонава Има да што му болитче. Ама гледам дека Мекларен се пробува да направи за да му одговара на двајцата возачи, Да, така да. да мислам дека И Па Јас таа сам цело време си е ги... таман во Мекларен. Мекларен функционира Тимски многу скроз. добро од таа страна, барем го годинава, пошто и двајцата се бора за титула, нема некоја тешка па за задача. Да. Колани што се думаја дали да опушта Пиастри во Унгарија пример или Ама и Лани многу проблеми беше, оти пример Лани сега се многу подоминантни Мекларен Да, и не се ставени во такви ситуации кај што треба да донесеш потешки одлуки. Оти Лани пример многу грешки праја, нели Лани во Британија победа изгуби. не го смета Ландо Оти- за конкурент тогаш. И затоа тоа, мислам. Ама и не беа сигурни, да, како што Од која кажа ти, страна, не да. може скроз да му се довера на Ландо, ама и како тим правеа грешки, многу стратешки одлуки грешаваја се ама еве годинава си се во позиција што ни Ландо и Оскар на некои трки не се блиски, анака не се блиску, има доволно комодно разлика, а и со тима еве се многу подобри. Така да тука е разликата кај Меклар. Од Лани годинава. Очигледно е дека Red Bull се мачи, така да еве ние нема повеќе да се мачиме и за нив да зборуваме. Реално. Ќе преминиме на нашите спонзори, мала кратка пауза за да ви ги представиме оние кои се дел од нас и кои сето ова што го гледате е поради нив, така да многу му благодариме доколку сте во можност некогаш појдете на кафе во база, направете си фризура кај секо и ако ви треба Сега снимки за женете се, вашата- мажете се за даноци да не... Тука затоа се фан. Тука се фан да ви направат фантастични слики, снимки, како и да е, Студија. студија и сето. Прекрасна То така студија. да еве ви кратко представување, па се враќаме повторно назад. Доколку сакате свежа и крцкава фризура, патете се во населба Точила, каши студентскиот дом Орде Чопела. Седнете, уживајте во одлична атмосфера. Навалете ја вашата глава и оставете го човекот да прави магија.
Но закажувајте си термин со време, бидејќи ваква професионалност секој бара. Една голема благодарност до нашиот близок пријател Секо да Барбер. Доколку сакате да уживате во убаво утринско кафе, да разбиете монотонија и да уживате во убавините на Формула 1 надвор од вашиот дом во убав амбиент, тука е Кафе База, кој се наоѓа во насело Типски во Прилеп. Точната локација ги имате во описот на видеото. А сето ова што го гледате тука, ова прекрасно студио, опремата што ја користиме и квалитетот што го нудиме, е поддржано од Fun Production by Оливер Ангелески. Тој се наоѓа во бизнис центарот во Прилеп, на првиот спрат. Со Fun, сите најдарги моменти од вашиот живот ќе бидат отсликани во еден концизен и неверојатен албум, каде ќе се навраќате на вашите најдобри моменти и ќе ги споделувате вашите приказни до најблиските. Фино, уредно и неповторливо. Само со Fun. И се враќаме повторно назад со големата награда на Британија и вториот дел од шампионатот на конструктори, односно мојот Вилијамс, кој се уште се петти, а како не знам. Не знам, реално, стварно. После вакви Нашата 4 трки со ред. стварно може за петти да биде Вилијамс. Ајде сега еве гледаме по позитивната страна. По 3 викенди Албон освоени. И заврши Оу, трка. да. И заврши трка. Зашто така фала? Побитно е што заврши трка, ај поени. Да, Ти да, беше да. загрижувачки малце дали може да заврши трка Вилијамс. Мораше, значи, во Британија да се заврши трка и да се освоја поени. Се, ете, кога ќе го кажеш вака, да, целта исполнет, ама целта не исполнет, пошто Кик Саубер изваде подиум, Астон Мартин и Алпин освоја повеќе поени од тебе. Чути Racing Bulls барем што забушава. Ама секој што има викенд некој кај што е подобар од Вилијамс. Да. Овие Еве, барем во овие последниве 4 4. трки. Да. За Така. прогнози сме затоа, да, па Астон Мартин ги пишува. Не знам како, не знам сменив, зошто. сменив, знаеш? Што смени? Изненадување требаше да биде Вилијамс, може. Ама добро, пак исто пола. Немаше да имаш поен. Не, Не? нема, не. Адриан дека има поени? Вилијамс нема поен. Не добив, не. Им слаби бе Разочарување Вилијамс. ради тоа што Да, целосно како гледам. екипа и како значи до домајчини не се покажа. Нека не ти е криво секако немаше Добро, да. поени да имаш. Супер. Има За Хамилтон че изгубеше Hamilton, поен да. само. Така да. Не знам искрено, стварно викендот изгледаше промисинг, онака ветувачки дека ќе бидеме best of the rest. Ама ете, повторно пак некоја грешка на квалификации, не знам дали го смениле тој сетап на Албон, беше многу нервозен, беше фрустриран. Зошто вака, зошто? Ама мислам дека Не беше требаше, сами си пукаме в нога, коле. Тоа, ама мислам дека не беше толку лутам кога да викаше да ме Кито ја донесо одлукава да смена. Отидеш викаше Да, као добро, сами пак се зафркнав, зборувам не неш како екипа. Да, како екипа, како. Там екипа. оти обично го криви тим, ама сега мислам дека заедно онака ги кривеше како сосе него. Заедно едно се одлуката дали да променува нешто на болидот. Не видов што кажа Джеймс, така да немам Карло шо информација. Карло што кажа, или немаш видено изјави после? Немам видео. Нема снимаме онма после трката, така да уште ништо немаме. Не, јас можам да најдам. Општо и после следеќи тренинзи видео. има нормално, знаеш. Добро, па и Сајнц стартуваше во топ 10 рандом, од нигде никаде, нели со казаните си Да. и искористи 9-ја стартува. Беше едно време, цело време пред Макс Верстапен го држеше откако се изврти Макс. И после тоа најнаш како што кажа ти Адриан изгуби темпо целосно, падна многу и Албон дури си искачи многу горе. Ама типа мислам и тоа беше многу возачи сгрешија пред нив со одлуките, Да. како Алонсо, како Се Леклер, најде како тука измеѓу Расел. тие. Ама ете. Албон не Еве, го прати Карлос стварно. Саинц добил штета во дуел со Леклер. Ау, тоа тоа беше беше многу многу интересно. интересно. Убаво што го видете, тоа Затоа беше паднал убаво што го Тоа во видете. беше фрлањето баш на Леклер. Леклер и до 20 потези напред на два од Вилијамс, онака скроз беа како дежа Да. ву да гледа. Да, Не се да, рекол да, приплей да, да не да, пуштија работа. Да, А исто го пратици Албон, исто и Сајнц. Албон не се пожали толку, ама Сајнц, ете, не знам, ја не видов дека имаше контакт меѓу нив двајцата за да Па не го направи. покажа, ама еве читам во соопштението на Вилијамс дека добил контакт и затоа паднал на 12-то место и ето после тоа не можеше ништо да направи. Може да се скроз да се зацврсти мале дека Леклер може би беше најлош возач вика. Да. Ова и такава. Така да ти ги опропасти Адриан твоеве. Мислам Сајнц, еве може че имав ти вие дупли поени од кај знаеш. Па би требаше да имаме пак Ама само требаше. пак и Попил. тркачкото темпо беше лошо во споредба Не, со Астон беше, Мартин беше. и
Па да, бе, споредба со Астон Мартин. Ај па Вилиамс ништо не ни пробаја онака стратешки да направи некако. Мислам Не, дека нема се држаја беше, на Немаше стандард. многу опции реално. Добро, например, еве Астон Мартин направи чудна одлука со Ланс Строл, сите кои викаа дека ќе заврни, тие влегоа на софт да замена гуми и Строл тоаш надогнати многу позиции и знаеш беше нубо место кога дојде време за интермедија гуми. Ова е Затоа сам да пак кажам. дел од тој процес кој го оди Вилијамс да се врати во врвот, да се врати на врвот, тоест Тешко. се надевам дека тоа таков ќе биде случај. Тешко дека се. Тешко вика. Не, се добро. Значи јас зборувам Значи, него јас не- динава, и- зборувам 2027 знам, ама ето 27, како е, јас ви да. кажав и тогаш. Мислам, 2006 иако, Алпин Гасли. иако не ми се верува после овие Не, види, не трки, ама точно ти викам. пак тој е процесот, значи овде се Вилијамс повеќето има внатрешен проблем, значи во тој тим митинг што го има после секоја сесија каде што нели ја разгледува таа дата и Мгм. одлучува за сета, повеќе треба тука Тука да сгрешава? обрна внимание не на се не знам како да го објаснам ова со некој збор. Стварно не. Што сакаш да кажеш? Не да се Ти фокусира општо како функционираат другите, туку па како функционира тимот. Значи во смисла Knowledge. секој си пример си има различен пристап кон тркачки викенд. Добро. Па Вилијамс треба да си најди нивен пристап кон тркачки викенд. А што мислиш дека ти е? Мислам може дека многу да нешто дека нема свој пристап туку пробуваат да копира нешто друго. Од кој? Од Астон Мартин, пример, вели. Значи, не знам, некако пристапо му е рандом си ода, не Абе знам. види Адри на крајот на сезонава ти е како прелазна, Да, онака, јас не на знам. Джеймс Фаулс му беше скрос отпишана сезонава, испадна убо да тргни сезонава, ама па не можеш да очекуваш да си цело време подобар од сите зад тебе ако не носиш надград. Да. А тие нос, пример Саубер надград беше донесе, стварно многу ги крена, беа бе, последен веќе. тим, сега се може би петти најдобар тим. Па да. Така да, Астон Мартин тука не. пример, се и тие разочарувања, ама зна со стратегии ги имаш Алонсо плюс, така да секогаш можеш да рачунаш на некој поен. Да. Сам да кажам, и ти сам кажеш дека битно е 2026, 2027, Да, 2025 ама е се како... даде надеж на сезона, барем да се искористи да се зграпчи то петто место, а вака Да, како барем што да се тераме Добро, не се битно е за зграпчува. парите на конструкторија, тоа Да. знам дека Не многу се има зграпчува разлика. петто место секој никако динар се во користи, случај. да. Али ете, Сајнс Вака сте под ризик повторно, секако. Сајнс повторно се мачи со Боливија. Ја не знам мислев, зошто. мислам дека на минатиот подкаст правевме моја со Мацијов дека не мислев дека ќе има шанси некој да ги стаса Вилијамс искрено, онака, ама со вакви Ама гледаш резултати како како што се- подиум како и што оди- Хулкенберг. Е, Не, Сега, да, ама сега кој има кој шанси. биде кој подиум часови пример. Има некој. шанси, да. Сега има шанси, сега има шанси. Ја не мислев искрено. И замисли треба да се плашиш од Кик Саубер, од сите тима. Ја мислев дека при Racing Bulls ќе биде главни. Ова е тоа играч. до нас Астон ние што Мартин, направивме така Ја ги мислев ради Алонсо Кафе на Саубер крајот. и нима слушнато. Јас ти викам некој подкаст нима гледам, вие не. И се мотивирале. И од си тоа. ма мотивиран како да е преведено има. Нема збор искрено. Кажав јас, надград би да се носа мора ако сака ако сака петтото место да биде нивно. Така. Инаку нема шанси. А знаеш дека нема се носа надград. Па види, јас радо би сезонава да ја оставам, ама се веќе ко сум направил Многу трки толкав- се уште, многу ко трки сум се. ко сум направил супер база за да завршам петти, сега да паднам деветти на крајо, истиот исход Холани да го имам. После таков старт да ќе биде. Не, не не ми е се фер, верува. мислам спрема нив, не е фер самите ќе му падне мотивацијата, вака ќе му се крени мотивацијата. Завршивме петти, можеме да одиме нагоре, а не да паѓаме долу. А многу чудно би било пример 9 тима да има над 50 поени. А тоа треба да се Да. случи за да стаса Вилијамс, што Не Ништо ми е- чудно, еве. кој што оди сезонава да, ама Кај знаеме, ете Алпин Лани, цело време последни на крајот, бап, дупли подиум. дупли подиум во Бразил, 33 поени вкупно. Ете ги. Тоа уште да го видиме. 11 има сега. Да, бе, да. Не, лажам, нема. Сега чујам колку има. 11 има. Не. Да ми си ја скокна Пиер пак и Гасли. ти. Поени освои. 19 има, да. 19 има, ете, плюс 33 колку се? 52. Да. Добар со математика. Браво. И дете, гледаш толку треба, дупли, сега сигурно нема Франко Колопинто на подиум да заврши. Добро, само Или- Лабетов ми Барем е- поен Ботас, треба ако да има земи тој. спекулација, има спекулација за Ботас. Ама тој за сега да влезе да го замени Да. кој Пинто? Па да, од големата награда на Унгарија. Ајде да преминеме на Ау. Саубер, бе, че стасаме до Алпен. Да, не. Вилијамс веќе тоа е то. Најмногу зборуваме за нив, ама јас не би зборувал повеќе, оти стварно сме лоши. Албу. Да Кој што зборуваме. кажав, треба внатрешното
внатрешниот тим митинг да се сведи на перформансо на болидо и да се доведа на надградби, не да се фокусираме дали овие ќе не стаса или овие не. Така е, шефе. Ние си тераме. Така е. Браво. Ајде Кик Саубер сите Ди- попалби да Coast му ги дајме директор. на Нико Хулкемберг, ова е Браво. значи легендарна трка. Овде Озбилно може треба и да ти да се стани, ама не знам дали Ова дали ако ќе не фати во Мислам дека камера. ќе не фати, ако ќе станеме. Ќе не фати? Ајде Чакай, пробам. стој Сака момент. чест Леле, на- Еј, ако тргна постаро назад, еј. Ај, ја. Чакајте. Сите што имавте чест да гледате трка, значи бевте сведоци на некој легендарен момент ова е во Формула 1. Ја кажувам Ја, дека мислам дека Нико ова беше Хулкенберг стварно- сите очекува да заврши кариерата без подиум и беше како таков Prove мим them онак haters како за wrong. фраканција, ама еве стварно ми е кеф за човекот, браво, после 239 трки го освајаш првиот подиум. Браво. Бевме сведоци на еден историски Да. чин После за толку- Хулкенберг и општо за спортот. Да. Ова е најдолго чекање на еден возач да стапни на подиумот. Исто Ем, мислам за најдолго, многу, да, ем, исто најдолго мислам за чекање. многу онака разлика е. Да, до да, првиот да. Емто во втори. Хулкенберг што стварно имал потенцијал да биде, Да. значи во прва сезона луѓе тој беше на пол позиција во големата награда во Бразил, Со во возеше Вилијамс. Вилијамс. Да. Чикак 2010-та. Шампион 2009-та во Формула 2. да, GP2. тогаш GP2, GP2. Значи стварно че беше страшно таков возач да Да. нема подиум и еве и сега се А и искачија таква шести. кариера што никош не ни имал болиди онака за да може да се бори. Да, Имал да. ете интересен Боже. муабет за него дека доколку Хамилтон не пошол во Мерцедес Да. во 2013 дека планирале Нико Хулкенберг да го зема. Така замисли каква ќе беше та кариера на Нико Хулкенберг. например, Не, дека, стварно ми е вака чудно, да. Тоа е Еј, ова е прв подиум ете на Кик Саубер од 2012, ако да, не да, се од лажам, Кобајаши, да, да. Така да, Тоа е Кобајаши, да. Во Јапонија и тоа Кобајаши што го освои тој. така подиум. да И јау, и Тимо слави, и Хулк Да. слави, и А и што е Стварно, најдобро ова многу ба за приказ. кик са Ауди, Дефинитивно. мислам дека града некоја си техничка база во Велика Британија, ако не се лажам. Мислиш? Ништо Да. чудно, сите таму Сега има ќе скоро. Сега проверам, сигурно таман ќе гледам. прајте вие за Да, да, муабет, после прајте за подиумот. муабет, за нив дури барам. ете правиме муабет за Што Кик да Саубер. зборуваме, што да кажеш, значи Мора да стварно попалиме, секоја тоа чест е. за Нико. Ете Габриел после убајте поени во Австрија не успее да ја заврши трката, нели, мислам кој сменија гумите за Суво, Еве Тогаш точен, направи грешка. убаво си кажав јас. Нов технолошки центар, кога премина во Ауди, блиску до мислам во Англија. Не, види, стварно, во Обединетото кралство. Кик Саубер со Технолошки новиот центар че тим. града. Добро. Че Аде, града технолошки Че центар. града технолошки мислам. А, со новиот тим со Џонатан Витли и и Матија Биното, ја мислам дека стварно има сготвено нешто многу добро, еве пример. Ете, да, Сега, да. Мислам Љубо е- дека Ауди како компанија не жали што го купи тој тим и што го назначи Матија Биното Да. како главен на тој проект и што го назначи Џонатан Витли како главен Да. на тимо. баш мислам на дека има патека. убав тим. И Така, за сега, возачите да. се И одлични. возачите се одлични. Бортолето е страшен водач на Да. квалификации. Да, Дебитанте треба уште тркачкото темпо да го подобри. така. Хулкенберг како водач е комплетен водач. Водач што Искусен стварно возач. те докажа дека тој е тој што ќе го води проектот, мислам докажа зошто е тој што го тој назначен да го води проектот Ауди. Да, ама и му се И- оправдува малку одлуката, пример, од лани со Хас што освојува Ова е редовно подобра поени, верзија на на Хулкенберг. Саубер пример, што нема но. освоено поени до една трка, само нели во Катар Тој што ги освоја носи поени. Саубер, иако Бортолето претходната трка освои поени, Да. тој ги носи сега Саубер и тој е А, главен и таму. мислам дека и никој на минатата да освои поени пак. И нели, имаше дупли еден поени добар има. момент, да, Бортолето кај што го поздравува Да. Хулкенберг после подиум. А и претходната трка кој што рече Хулкенберг од 20 дојде до поени, се Да. 19 иди на подиум. Значи возач на На Ова последниве е- неколку трки. да, возач на овој последен. Па и повеќе поени има Да, освоен Макс Верстапен сега. на последниве 3 трки. Драйвер of the 21 Day со беше 29. сега, да, со 43, Многу, 45 да. гласа. Со 6 или 6, нешто да, беше, да. повеќе Убедливо најдобар Во возач. тоа ми беше јас Да. 43, 49 видов, така да. Не знам, Браво, стварно некој е- Саубер очигледно добар Значи, премин кажувам прави нешта. во Ауди. Одлично. Дефинитивно. Од кога беше последен пат Германе што беше на подиум?
Фетел сигурно. Фетел. Да, која година беше Фетел, тоа? да. 2020, Две- не, Така, 21 Баку. 21 да, 21 Баку. Прва, Така да. да од тогаш ете 21 немало и Баку. Германија со Да. подиум, Е, така да. 21 беше во Унгарија. Унгарија, ама ама беше ајде да не дисквалификуван. навлегуваме во детали. Друга Друга бутска тема е, е. Али официјално Баку, да. О. Ете, ама нема штета што немаме друг германец со Да, секунд. да, Ај што да, немаме посебно. трка во Германија, стварно штит. А и то нема Искрено, никако да се многу деси добро. понатаму. Освен Германија да направи улична патека во Берлин, мислам дека Берлин се трка Формула Е. Затоа А, да направи некоја улична стаза во Берлин да Само може улична патека може да и ги Себастијан примими Фетел да го Формула. наместа амбасадор, ама не А. верувам. Направи се цел бора филм за- од ништо. Можно, И чекај се сега, има. who knows? За стази такви што се Тилке ако има уште сили во него да гради патеки, ајде. Да изазајнира, А. тоест. Океј. Не знам за Саубер, браво, тоа е Тоа, тоа, тоа. накратко. Станавме, Перајте аплауз се. заровме така да. Само вака тарајте. Ни кафе, ни Мило ништо, ми вачка, е за пиво. Мене слушајте веќе, доста е. Мило ми е за Хулкемер, само тоа ете би кажал и штета за Бортолето, за дебитант, али ете се Се очекува. мрда глава. Никој може не требаше овде подиум да извеш, малце да ми изнервираш, ама ајде. Не, ја ти кажав, сите јаки возачи, вака сам јаки. Баш Што се овде возачи мислам дека во- Хулкемер требаше подиум да иси. Сега ќе кажам и зошто. Памтите 2020 ко се врати на замена И се квалификуваше трет. Да. и тогаш заврши, да. не знам, Четврт. чекај, заврши, четврт. Значи никому оди излез. Со Racing Завршам така, Points. да. Е па да, Значи- може и да сме гледале поназад, че сватевме дека моди па дека пример на Нико Хулкенберг. Му одговара. Значи ова стварно мислам дека Ова било пишано овде за рецепи. беше Да. пишано овде, пошто нели тогаш мислам дека докажа дека јас сум уште спремен за Формула Е и нели Хас Да. го зеде, па Абе, ете таа трка а и многу се пресуди и таа трка му дадете подиум, мислам таа Да. патека тука и ќе го да го памти цел живот. Да, Ето тоа е тоа. тоа е тоа за Саубер. Преминуваме на Racing Bulls и Астон Мартин има ист број на поени, така да ќе ги поминиме нив Заедно, да. на брзинка. А и мислам дека Racing Bulls бе изгласани како најлош Убедливо, тим. да. И, Да. и убедливо Од најлош тим, има следачи. многу добар дизајн име на болидо искрено ради Со Да. графитите? Со Да, граф. Убав мислам- стил, не со мене. графити стил е од Слоун, некој Да. син од Нигерија артист, што ете сето беше еден вид на промоција, знаеш, со Хуго Некоја клетва му партнерството. има Некоја фрлено. клетва. Со дизајнот. Хуго партнерството и сето Да. тоа, али Материс стварно беше ова. Не бе, зашто во Африка кажувам дека такви работи се случува. Лосон може и не по негова кривица, ама те заврши трката, ама пак имаше лоши квалификации. А Хаджар беше првата жртва. На тој спреј. Тој спреј, да. Да, ете како дебитант не успеа да го видам Тонели. А и реално ја на реплеј не ни го видов Антонели, Да. онака нигде никаде Да, само јас за сега, ама што не вози се и се гледаш? појавува. Пак Да, тоа е си вака тоа на не реплей е од камера не го искуство. гледаш, а па до живо, Светлата, па, нели, да. тие светлата тука се трепка, знаеш. Трепка, ама ништо, Замните. еве ти Ја ништо кажувам, не ја на видов. реплеј не го И видов, јас пример. ништо не се гледа. Баш тоа е. кога го чукна почна тие да светка Штета. од Антонели, ама ете, да, како што кажете, Не, штета. Ама Ја не има мислам и дека лош ќе освоја викенд, не, поени. нема ја ни, Да, не ни беа да, во да, да. Q3, нешто што за Racing Bulls, барем со Хаджар влегува Q3 цело време. Да, ако ништо друго. А Лосон Сега кој беше Хаджар на квалификација? 12 или 12 или 13, не, 13. извини, 13. да. А Лосон испадна во Q1. Да. Ете лош викенд за Racing Bulls. Тоа е, знаеш, секој кога има некој подобар вака за некој од средни вече кажувам дека има Значи лош само викенд. Саубер например. покажува константност дека се добри. Во Од последниве овие неколку трки, и да, Астон стварно, Мартин можам шок. да кажам. И Астон Мартин можам да кажам стварно. Да. Алонсо нели на почетокот викавме нема поени, сега па константно влегува во поени. Да, од кога му тргнат Шпанија А и тоа е Строл- јадно освојува поени. Само ги граша квалификациите, ама тркава денеска секоја му чест. Каков потек да го стават на меки гуми. Да. Фантастичен потек и Ако тоа заврши мислам со дека Строл му на подиум, даде, Уште. тоа му даде поени чути, че се јотепав. Баш и тука и Фернандо Алонсо Ама да коментираше за стратегијата, како јас вика не добивам ваква стратегија. Не вика ние Строл- на зафриканција си Ние правиме на лоши зафриканција, трки, да, ова- а што е работа? Може би тука и Строл сам решил да оди на меки гуми, ништо Да. чудно. Можно Никој е. Ма тоа види, не го Строл види. и сам не е некој возач што е слаб на дошта онака, знаеш, има Да, нели да. пол позиција извади на дошта во 2020 така да. Да. Немаше толку да ме зачуди да извади подиум, Can искрено you stay онака. out on на these ваква conditions? трка. Yes. Добро. Ама не можам да си... Ете еден интересен факт, Ланс Строл има повеќе подиуми од Албон. Да, с 3 подиуми има Ланс А сега мојата гледна Колку точка не ти дека беше Албон гајле? треба да биде шампион. Охо, ти После дечка. ваков факт мислам дека
хейт коментари. Да. Тоа е тоа. Мислам, добро, тоа е мислење ја, и од фан страна, нема врска. Така е, така е. Али Астон Мартин, ти каде не рече на старто, се откажува некако како да никој тим не е Да, откажан овде. ама и кога што слушам, еве, читам дека Адриан Њуи во слободно време се фокусирал на болидов од годинава. Да, Така да, гледам и во може гаражи, да има и гледам. гаражи, да Ама стои добро, на сега листа, Велика да. Британија мораше би и тука, пошто Да, фабриката ами му е неколку на... трки И на тоа беше неколку трки тука. беше тука, да, го гледавме во гаражите. Се врткаше. Многу е така добро да. тоа што Њуи веќе го гради болидон на Астон Мартин и имаше као се, како да кажам, вести дека тој и останува и после работно време и Да. го црта болидон, нели Њуи, Да. не црта на компјутер, црта на неговиот нотес. На неговиот нотес, да. Нешто што само тој може да го направи. Затоа може би Red Bull сега се мачи, баш тоа го зборував со еден навивач на Верстапен, дека Од Козами на Њуи не знаеш Зами Њуи не знаш опра, пошто никош да не црта, се јас мислам. навикнати Нема некој тие нема на нотес. тоа и црта на графика, а Њуи го имплементираше тој систем, нели old school систем, што и ден денес го преминува во Астон Мартин, цело време шета со таа Да, тој негов голем нотес и се што пишува во Доста него. убави скици, имаше И дури мислам некој дека сликано гради од нешто. фотографите, Да, како да. имаше Во некоја нацртано скица, ма? да. Ја не јам виден. И пред трката имаше една слика кај што стои баш зад болидот на Мекларен, така да Нешто гледав. има нешто Гледаш видено. 2006 Астон Мартин Ништо исто чудно Мекларен. Фернандо Алонсо, јас искрено Можна. сум Макс Верстапен би пошол и таму. Па втора опција треба да му Да, биде. втора Би пошол и таму доколку Арамко преземи поголем дел и има поголем удел, а и Хонда ако има поголем удел од Лорен Строл. Оу. Јас би го ставил Строл во век програмата Да. и одма би го Фернандо ставил Алонсо, Макс Верстапен. Макс Апсолут Верстапен. синема. Астон Да, Мартин. да, да. Апсолут синема Тоа ќе си види јак тоа. лайнап. Тоа е Dream Тоа е Team. јак Тоа лайнап. е Dream Team. Тоа е Да. многу добар лайнап. Здраве Ама Боже, да има Ама тоа добар една болид. година, мислам, Ама дека да би има траело, добар да. болид. Да, Не една би до две. траело. И тука ете да се навратам малку на Кик Саубер, што него поставивме прашањето од Са, Мики истото Петрески. буквално ми текна сега по 11. една секунда. Hulk од 19 до подиум, дали е тоа најдоброто возење од еден возач оваа сезона? Се Сигурно согласуваме е тоа. дефинитивно, Убедливо, да. Мики, со тебе. Убедливо нема подобро, освен ако не дојди Бразил и Верстапен да направи нешто поголемо До Бразил најубаво. до Бразил ова најубаво. Да. Може да се каже, еве може имаше некои добри, онака од Па, победници пример некој, ама ова е стварно ова е- изненадување тешко од 19 на 3. Тоа се Па и прави, нема никој тоа да се го прави направи обично ова во брзи возење. болиди, знаеш некој што го прави, кој ќе стартува поназад ради казна и се враќа Да, на она, да. ама сега ова со Кик Баш. Саубер ти да го направиш е најдобро возење сезона во убедливо. Хас и Алпин да ги спомним и накратко. Хас разочарувачки викенд без поени, Берман уште од Некако се старту беше кревеше, викендот отпишан, нели, со таа казна под црвеното За знаме, жал. нели, За ама жал. ама имаше Добри добра квалификации. шанса за поени Да. и квалификации одлични, ама ете казната мислам дека го кошташе финиш во поени. Тоа викам, ја Да. мислам многу дека ми е криво и покажа многу добро темпо на квалификација, беше пребрз, онака направи стратегија за да влезе во Q3, што ја прави Ферари пример. Да, Првиот круг ти е на стари гуми, после на нови. Тоа обично го правиш болиди, сум брзи болиди. И Берман успе тоа да го направи. И на трката ете се искачи како што кажат, едно време можеше да биде во поени, ама па имаше нели се чукнеа со Оливер Берман, така да, со Оливер Берман, со Естебан Окон. Се чукна Оли и тој, а Да. и многу пати излета од стаза, мислам него го кривувам, но Тоа е вајде тоа. тешки услови Вајде. беа, ама ете ја мислам дека стварно штета со таа казното, мислам дека можеше да освои многу убави поени Берман. А и Ова трка. може а и Естебан Окон исто така кажа за Берман дека тој е еден од најдобрите таленти што го видел, да се може би како ете тимски колега, па мора да го попафали, значи као неговата брзина, Па види, Естебан И има добро- доста добри Естебан, тимски да. колеги. добри Да. адаптации негови на болидите. Тоа ти викам, чим го Мислам, кажува да тоа на овие добри тимски колеги што ги имал Естебан, Окон, пример ги имаш Перес, Рикардо, Алонсо и сега Берман и ти да кажеш дека е еден од најдобрите овие што ги Ал имаш. Рикардо во Рено, да. Да, У, и да. така да, чим го кажува тоа, значи стварно, сам Берман Има покажува видено дека е доста, да. добар. Покажува дека е добар. Во главно тие спадне дури до деветото место, а едно време беа петти. На почеток. Е, И само беа беа, и едно шести, време сега се се припаѓаја. деветти. Некако даунхил. Алпин останува последни, инаку Racing Bulls и Aston Martin им исто време на поени со 36. Кажува да. Хас знам. не знам колку има, не видов, мислам дека има 26 ако не се Алпин лажам. ние
а Алпин ете останува со таа Сега нив не могу да останува најде кафе постојни Алпин. ако гасли. Ниче се врата и ти. Бајде шо, оте, кафе Алпин, викаме, нека проба, нека направи нешто. Не, Алпин едноставно е проблемот со второ. Мислам со болидо е конкретно. Да, Нели да, не? со болидо е, со болидо е Еве, проблем. Пиер Гасли се мачи прв, втор, трет тренинг цело време беше 19, 18, 20. Да. Квалификации топтен. Да. А му се погодиш точно во Q1 се спаси едвај, па и во Q3 влезе Ај едвај. можеше да го турни, да го турни Луис Грешија Хамилтон. со сетап и инаку нема што да биде во Q3 сгрешија со сетап, значи едноставно. Вилијамс инаку Со Бев Колапинто што би рекли тука нешто коментира. разочарува. Кажав, Пинто јас дефинитивно разочарува, да. Барем да ама- не прави грешки, мене таму Како барем човек да не се што- чука, ама Да, тој да. се чука и јас тоа. верував мислам многу дека- во него и не знам И уште дали ми е уште најкев во- ја имам како таа возиш доверба кога него, да, во ама- Колапинто. И мене ми е некако, сакам Многу ми да е сакав да долг успееме и вака, во да. Алпин пример. Искрено по фаца ми е некако ми беше од Джек Дуан, ама на крај испадна дека тие колку извози Духан 6 трки, еве се подобри од тркиве на Ја Торе Колапинто. изјави Ја дека би цела рекол. сезона би ја возел тој, ама по квалификациите дадо ја Камерон него ќе се сваќа со Да. дали уште размислува така? Не знам искрено, ја А мислам Валтери дека Ботас е возач кој е па и слободен е да се речи. па е Па, до негде, До за крајот на сезонава. се- Да, Па за и за сезонава. наредна Ако не оди сезона во е Кадилак, слободен. како не оди во Кадилак. За да. наредна сезона Ботас со Гасли во Алпин, тоа би Вика- било добро партнерство. Ако не Ако не поиди го во земе Кадилак, Антонели. Му се допаѓа седиштето вака ги имаше едно видео кај што Во мазни Кадилак. Да, седиште да. од Тоа од Кадилак, така Кадилак да, беше. ама вика не сега. Не, ја мислам Така да. дека можно е да направи заменен Алпин за Ботас пример, еве да речеме, ама само ќе биде за оваа сезона, мислам дека Ботас не би бил заинтересиран да стане во Алпин, повеќе би го интересирал нов проект како што се Кадилак пример, за ако се Да, враќа. не може, да, Кадилак има веќе неколку возачи кои ете ги имат на ум. Да. А и ете накратко може и со нив да ја завршиме голема награда на Британија со Кадилак иако уште не се, али Само да пофалам Гасли колку беше прејакна трка. Многу Ајде, го се да. бранеше, некако не знам, А, да, например, добар, со најдобар, Хамилтон многу добар многу го дифенс се имаше, бранеше не со знам јас Расел. како. Не може да опретица без Не може ДРС да пример, опретица, да. така да беше стварно добар. Гасли на моменти покажува дека е фантастичен Тоа на веќе. моменти. Гасли во ни губи. филд веќе. Сега тоа. не Да. знам Гасли на рандом каде ден. би го рангирал Гасли. Стварно е чудно, да. Тоа е Многу чуден возач станува на мистериозно, моменти. е. Да. Ете, Али може да. да преминеме сега на каде да си го Може папараме. може да си се го го папараме. зарече. Не, сакав Гасли беше многу добар. Доста е. Што ќе зборувам, тоа беше стварно добар, Зошто убаво се бранеше. преминувам Нани, веќе го спомнавме за второто место на во Алпин. Јас знам Би зашто преминуваш. спомнал за Кадилак зашто јас убедливо она тврдам дека Джек Крофорд ќе вози во тој тим и еве викендов ја тепаше трката. Не се нервира, Адриан, мислам дека Джек Клоуш. Не, ја победи главната трка во Да, да, Силверстон ја на победи. дожд и сега е само на 6 поени од Вершур и мислам дека како Браво. млад американски перспективен возач кој е слободен наредна сезона и кој долго време вози во тркачките категории како Формула 3 и 2, Мора да Кадилак се треба земја. да прави потек спрема мене, ако Може. сака млад возач. Може. Убедливо и од нивната земја, попрво би одел неискусни дали, еве за да ја како што направи Ауди, еве гледаш Саубер има Да. успех, зошто да не и Кадилак исто тоа направи да го земи Со Ботас и поискусен да возач тера. и млад. Да. Тие му се опциите мислам и на Кадилак, тие се Ботас, Крофорд и евентуално како опција Перес може и и Перес Жоу. да се спомнјава и Жоу, Џо, да, да. тие како Жу, тие истино се и спонзори со нив, тие и се докажани во Формула 1, Джек Крофорд еве не, ама па убав муавет беше тоа американец во американски тим ќе биде Млад. убава приказка, млад, Најдобро. што еве ако освои Формула 2 ќе биде убав. Пример Логан Сарџент ко влезе заврши 6-ти во Формула 2. Да, овај 6 А овој ако поени е- освои пример сега Формула 2 ќе биде многу Ем тоа убав. во многу Да. компетитивен грид, сите се тука, значи Дан, Форнароли како дебитант, Да. одличен, Браунинг имаше супер викенд. Ете, нешто позитивно за Вилијамс. Браунинг заврши трет, стартуваше 12 на такви услови на Да. дожд. Така да ете и тој се доближува. Браунинг е на 24 поени. Форнароли Дан се пред него и Крофорд се е на 6 поени, така да нешто Тоа е тоа. фантастично. Ќе видиме што ќе кажа Морав да Кадилак. ги спомнам искрено. И ете уште нешто Киану Ривз ќе му биде А да. Него видов А, тој викенд Во тука. документарна серија Да. нешто така што ќе нешто прави. ко Бронџипи што има Да. као наратор нешто да биде. Да, за Претпоставувам. Брончепи беше нели од после како што е, а ова сега го кажува како почнува, Да. знаеш, и како се фокусира на првата година, мислам дека ќе се фокусира Мислам така дека нешто. најдобриот глумец што може да го направи. тој. Дефинитивно. А и човек што има стварно страст за спорт, Да, онака, го гледаш да. како Киану Ривз стварно го поштува многу.
Одиме на останати прашања, мислам немаме, така да преминуваме на Одиме на останати Одиме на прашања, оти останати. немаме. Браво, Адриан. така да одиме на нашата фантази лига која сега брои 83 тима. На секоја трка по До еден плюс стотка. добиваме. До 100 одиме. Одиме до 100. И на престолот си гази мјаот Димитар Ангелов со 2685 поени. Браво. На второто место е нашиот другар Мартин Димитриовски Racing Money. Поз. Подиум си шапнува. И на третото место останува Зиги Заги од Симеон Ристовски. Дечки, браво. Мартин има 2459 поени, Зиги Заги има 2406, така да тие се тука блиску, а Димитар Ангелов, Далеку така че на вова. доколку го гледаш овој подкаст, ти посакувам стварно успех понатаму да си го држиш ова прво Да. место, пошто се менува како што гледаме. А и Мек би Шуман гледал- Racing Да. тим се приближува на четвртото место. Тука е и Давид Ивановски, значи поздрав до него. Поздрав. И така да се доближуваат полека тимовите. Давид бил четврт, сега паднал пети, Мек Шуман го А Јубо од сите што игра така, не е ни Да, да, битно бе, толку кој е битно прв, се па игра, малку играјте е си. да се 83 по- забавуваме. 83 тима, Да, еве нашиот да отргнеме 82, фантастично е тоа. да. За За нашата првиот лига. има награда, како што кажуваме. Нормално, да, Имаш дефинитивно. многу трки. Многу трки има. Па пола сезона помина, море, види. Па да. Ќе видиш, како што кажувавме ние, брзо тера сезонава. Брзо Реално, тера, пошто снимаме, инаку ако немавме подкасти, може че ни одеше. Сега со паузиве до душа че ни оди споро сигурно. Сега да. имаме големи Сега може паузи ќе го летово. забравиме. Сега имаме Па, 3 недели пауза, за па Формула летна 1, пауза. ама ете тука и да направам мала најава, не е пауза за нас бидејќи Опа, следната недела следува нешто ново на Сектор 1 подкаст, кое ќе го дознаете во текот на оваа недела. така е. Така да ние сме Stay tuned. многу, како да речам, возбудени за то нешто. Мислам дека треба да сте вие, пошто ова што овој подкаст што следува ете една приказна која здравје Боже ќе се раскажува понатаму во овие неколку ете сезони и се надеваме дека можете и многу и да научите од тој подкаст и ете да се и ние како Македонија да се вклучиме ете во тој моторспорт, здравје Боже, и во овие тркачки категории. Така да ете тоа е на кратка најава за тоа што следува, значи следува нов нашиот прв официјален гостин кој ќе го дознаете во текот на наредната недела. Вие Може би некој знае. вие пишувавте, гајџавте, некој погоди, Некој погоди, не. да, хинт, да дајме дека некој погоди. Некој Многу погоди, коментари, сигурно значи. некој погоди. Да. Некој беше и очигледно знае, али наредна недела се објавува нашиот гостин и се надеваме на една одлична епизода. Така да можеме да преминеме на кратка најава на Белгија, полека да привршуваме нови подкаст. Окей. Ете добиваме пауза од Имам 2 интересно недели. прашање Ајде. пред да завршиме така да може да продолжиме А, да. така да. Имаме една мала кратка пауза, за нас иди можеби колетна пауза, ма не е. Од 2 недели, па потоа Да. следува големата награда на Белгија, на легендарната СПА. Немам поминење првична награда. најава, очекувам искрено Пиастри да го врати ударот. Јас обратно. Мекларен да биде најдоминантни. Па мислам дека ќе се Нема вклучи составо на Верстапен. Мекларените така да друго нешто. Ја мислам дека ќе се вклучи Макс Зошто? овој викенд. Пошто на правци бе најбрзи на Британија, СПА е позната по Не, тоа беше Правците. ради што беа подесени така. па рекол. Ама и обично овај викенд води- треба подеса така по логика. Па не е убаво испадно, не знам, ја мислам дека Има тоа low не speed е корнери? сетап за на трка тој. Тој е убав Да, за на да. квалификација за на еден круг може да извеш брз круг, ама за на трка виде како се мачеше во спори на кривини. Да, И а тоа и, го а и врзеше. СПА има спори кривини, Да. последната шикана и првата Последната кривина. шикана, Тоа да. викам. После е ептен Да, спори да. кривини. Тука ќе биде значи А и прес. многу долг Пред круг. сектор. Многу долг круг. на СПА. Најдолгиот така. Немам е. најава, Мерт стварно А има време до Ферари, Белгија, има време е до убаво, Белгија, искрено, ама битката би Некој се мора следела early на прогнозија да има. возачите на Мекларен и евентуално Ферари. Ја мислам Еве, дека еве рана прогноза. Исто кој што ама Ферари изгледа многу силно вака како за Белгија, мислам дека нешто може да се случи нешто. Ја мислам ќе се врати Мекларен Макс на е подиум искрено. Многу Не гледам искрено тук. Ја мислам дека ќе се врати Едно што овај пат. сакаме- Пол може да. Едно што мислам дека Реално Пиастри ќе го многу. врати
će vrati, će mu vrati na Norris. Ja bi udel Lando back. Ја очекувам ако победи некој од Макларен да биде топ Јастри. Ние си. Значи, јас Во одам 2023 имаше многу добра спринт трка, ако памтам убо, а и сега има спринт трка, тоа Не. немаме проверено. Не е спринт Не? викенд, не. Не, спринт. спринтовите се во Бразил, во... Кога беше последен спринт шоу? Не верувам да има, ама ајде да провериме. Не ми текнува за Одма прв кога беше одиме. последен. Кина имаше наушен Мајами. Мајами беше последен. Да. Да, значи неколку трки Одиме нема да- спринт. Провериме. Види само чисто дали е Ми се тоа, ама полнел телефонот. Браво. Дури сега. Дури сега. како Ајде, не шо е се тоа? текне на пред сат и по. Пак Не, не тоа е цапа, стварно за И Белгија. отреко, нешто ме забркава лаптопот. Нема врска. Ајде шо. Види, може и да не, ама памтам дека во 2023 Оскар Пиастри беше многу добар на спринт, конкретно онака, и на спринт трката. Во право си спринт. Добро, Право браво, си. Имаме историја. спринт викенд, Значи, имаме спринт замислете. викенд, ето. Чекај, имаме стварно добро. Да, во спринт Белгија се викенд враќаме имаме со во спринт Белгија. викенд. Ето ќе биде тешко. Да, тоа ќе Али биде. очекувам за- Мекларен да биде пак Да, најдобри. да, да. Океј. Ете и како што не по-добри, да. Тоа е тоа. Вау. Тоа е доста. Не знам ако немаме последни некои на другои зборови за Белгија, да премине на твоето прашање и да завршуваме. Ајде, обично нешто така правиме нешто рандом на нашиве подкасти. На Давор му спомнав шо требаше да правиме Мгм. следно, ама ете не му кажав на тој подкаст сега новој Добро. да си кажеме нашата омилена трка што имаме гледано, така да Ајде, пред да завршиме пред со да завршиме подкастот. интересна тема, мислам да Ајде, почне ајде. и за гледачите. Кој искрено сака да да- започне? Ајде, мислам ти дека почни. Можеш ти да почнеш. Хокенхем 2019. Стварно? Да. Таа ти е најва? Што не ја ни победи? Да. Фетел. What? Да, точно. Хокенхем 2019. Тоа што беше, Најдобрата Хамилтон беше? Не, Верстапен победи тогаш, ама Хамилтон втор за ој Фетел од втор 20 заврши, на- ама од 20 беше. Хокенхем 2019 не 18 за мене е најдобрата трка што сме гледали. А дали пример не ти е сега рандом ми текневе, може да ти е таа, ама Бахрин 2018 знам Втора. ти е таа. Ха-ха-ха. Од страна на фан како Како Фетел правам, Значи, нормално дека ти е 4 омилена победа на мој омилен возач ми е Бахрейн 2018. Ете ако А гледаме. вожниот ти е А трка Германија. и возење Фетел, да. Да, окей. Ете, таа е за мене. Фер. Јас да кажам, еве, зад мене е така да... Да, Очигледно. Борис Ендирс, ова е Да, тоа што да. можам да го дам. а реално. и еве да те, она беше гласана за најдобра трка Да, на Велика гласана, Британија да, во така, да. историјата, Историјата. така да. Реално и може и реално. во Емотивна, последните- да, многу. Најемотивна, според мене беше Да. најемотивна и После јас толку така ја време доживеав. без А пред тоа можам да кажам, баш од Хамилтон е исто. Катар 2021 мене ми беше исто голем Добро, како камбек за трка тоа. Уба победа беше за Хамилтон, ама Да. како трка не беше Како ништо дека, посебно. Лично за мене нормално тоа. е. Добро. Која втора рече? Катар Катар 2021. 2021. Обично Добро. за Ајде, ја да Фаворитите се кажуваме, надобрзам ами. ко така, нормално дека Како ќе биде. трка не, Да. ама добро. така, како Ајде, трка што има баш гледано ме сите. интересира Давор што чекаш. Мислам знам, претпоставам. Ајде, И ја што мислам може да дека- кажеме Бразил 2024, да, ето, да, да. тоа ми е омилена, па нај Нормално. Види, бев под стрес што се ига цела трка како фан на Макс, сакав да се врати многу на таа трка, зависеше шампионатот буквално од таа трка. Да. А и тука и се реши после шампионатот, така најсладка победа како фан на Макс Верстапен ми е Бразил 2024 убедливо. Едно од најубавите трки што имам гледано јас искрено во историјата. Многу добро. Е, А и не, може не беше како трка толку интересна, ама како возење на еден возач, онака што ги има направено, беше да. едно од најдобрите. Да. А и друга омилена трка, мислам не омилена трка, туку омилен едно од поубавите искуства ми беше Унгарија 2018. Да, воопшто ти Првата имаш трка победа на таму, која да. сум бил и последна за сега. Прва и последна. Наредна сезона и- сектор, наредна еден наредна омилена година. трка, секако. Дефинитивно. Сакам да биде таа трка Австрија искрено, ама ќе видиме. Да, и од многу сакам да видам Австрија. Али да, тоа ми е едно искуство кое нема никош да го заборавам, а од аспект на фан Хокенхем 2019 останува секош во моето срце. Океј. Тоа е тоа. Ако е тоа, можеме и да завршуваме, Да, да, се да. слушаме за големата награда на Белгија од страна на Формула 1, а ќе се дружиме наредна недела со нашиот прв официјален гостин, така да stay tuned, останете со нас и се гледаме следната недела со нашиот прв гостин. Чао, Ајде, чао. 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 Е, бацки. You've done it. And box now, box. We're heading into the wall, but you've got Verstappen going through turn number one.